Добро вечер, почитувани гледачи. Следите нова дебата на телевизија Нова. Јас сум Билјана Василева Трендафилова, а вечерва во фокусот е економијата. Мои ваши гости вечерва се вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, универзитетскиот професор Томе Неновски и претседателката на Сојузот на стопанските комори Данила Арсовска. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Македонската економија во 2016 влезе со двоцифрени стапки на раст на индустриското производство. Невработеноста е на рекордно најниско ниво, се спушти некаде до 25%, иако прогнозирате таа да стаса до 22%. Имаме солиден раст на странските инвестиции. На кој пат е македонската економија во време на, да речам, неизвестни политички случувања? Благодарам прво за можноста да поразговараме за овие значени теми и можам да кажам дека наспроти турбулентната политичка сцена и тешките општи услови што се наметнаа од политичката криза, ја завршивме 2015 успешно и економијата на некој начин беше можеби таа светла точка во годината во која што немаше многу светли точки. Сепак растот што се реализира во втората половина од годината, посебно во повеќе сектори, помогна да Македонија повторно биде меѓу земјите со највисок економски раст во Европа, меѓу 5, 6, 7 земји со највисок економски раст. Очекуваме тој да биде некаде меѓу 3,3-3,5%. Значи, отприлика тука и растот во првите 9 месеци од годината беше, за кој што се објавени резултатите, 3,4%, за што многу придонесе растот на индустријата меѓу август и октомври. Преку 11% беше растот во тој период. Наспроти, да се подсетиме, негативните стапки што беа некаде во вториот квартал од годината, кога заради политичката криза се почувствува осетно тоа во индустријата во Република Македонија, имавме негативен раст во тој период. Покрај тоа и градежништвото беше добро, како и вообичаено во изминатите неколку години, подпомогнато и едното и другото, би рекол, и индустријата и градежништвото со високиот износ на капитални инвестиции и проекти од буџетот на Република Македонија, со кои што се ангажираат голем број на домашни фирми во делот на градежништвото и во делот на малата индустрија и малото стопанство, индустријата и се она што се вклучува во тој дел. И помогна, се разбира, и извозот од странските компании, така да се на се имавме добра година, би рекол, имајќи предвид какви беа општите околности, остварен е максимумот. Со таква добра ситуација влегуваме и во 2016 и тоа создава основа да веруваме дека и оваа година ќе имаме солиден добар економски раст. Да, за извозот и бројките од слободните економски зони ќе анализираме вечерва малку подоцна во оваа дебата, во време кога политичките партии се договараат и калкулираат. Трпи ли бизнисот? Апсолутно, бизнисот трпи на секоја несигурност. Било да е таа политичка, било да е таа социјална. Нормално е дека секој од овие фактори има влијание не само врз бизнисот, туку воопште и врз македонската економија. Видовме оваа година дека имаше доста турбуленции. Прво, ние на политички план, кои што ги имавме, едноставно влијаа доста несигурност во македонското стопанство и во бизнисмените. Да паузира, да кажеме, со оние можеби проектирани инвестиции и не се остварени за жал во целост, тоа го видовме преку неостварување на процентните поени за економскиот раст во текот на 2015 година. Меѓутоа имаше доста и надворешни фактори кои што влијаја, не само политиката, како што се мигрантската криза која што се засилува, а исто така и економската криза на околните држави, особено во Република Грција. Да, надворешните и внатрешните фактори секако влијаат врз економијата и нејзиниот раст. Професоре, колку случувањата во Грција, соседството влијае врз целокупната кондиција и на бизнис секторот, но и на вкупната економија? Сите фактори кои веќе беа спомнати досега, мислам дека влијае на тоа да ние оствариме за нешто помалку од она што беше планирано пораст на брутодомашниот производ, дури веќе се прават анализи кои велат дека овие фактори имат влијание со големина од прилика од 1% поен од порастот на брутодомашниот производ, што значи дека особено политичката криза, ако не беше присутна, ние веќе ќе говоревме денеска за пораст на општествениот производ од 4,5%, дефинитивно дека тоа ќе беше така. Меѓутоа имавме и други, како што рековте, надворешни непријатности кои ни се случува, мигрантската криза си го зеде својот данок
оноку колку што беше актуелна таа во текот на есенските денови. Меѓутоа и Грција во еден момент и оние стравоти кои што ги има стопанствениците во однос на очекувањето што таму може да се случи, а продолжено преку Грција што може да се случи во целината на европската зона, сето тоа имаше соодветно влијание. За среќа, еве велам дека имавме можеби некое помало намалување од она што можело да ни се случи. Ние завршуваме 2015 година, односно ја завршивме 2015, уште сега можам да речам со некој процент од околу 3,5% пораст на бруто домашниот производ, што со оглед на сите овие случувања дома и во странство може да се смета за исклучително задоволителен резултат. Дури би го користил оној збор што министерот го кажа, го остваривме максимумот што можеше во такви услови да се оствари, а во такви услови навистина е за пофалба остварувањето на економијата. Остварен ли е максимумот и постојат ли се уште ризици за македонската економија и од оние случувања во светот, тука мислам на движењето на берзите и цената на нафтата? Видете, секоја работа во животот треба да се стави во контекст во кој што се случува. Професорот е во право дека македонската економија има потенцијал и за 4 и за 4,5% и ние тоа го ставивме во нашите проекции. Меѓутоа тоа подразбира да нема политички шокови, други големи кризи во Европа и слично. Се разбира дека како и секоја економија свој одраз врз неа има и она што се случува во европската економија, а таму мигрантската криза навистина предизвика одредени турбуленции во функционирањето на европските економии и од тој аспект имаше дополнителни трошоци заради кои што тие па скратија на некои други работи и сето тоа влијае помалку на македонската економија. Но значајно што е дека и во вакви услови кога навистина се случи огромен внатрешен шок кој што е нестандарден, кој што ретко се случува да таква тешка длабока политичка криза се случи, стопанството покажа отпорност, покажа дека може да функционира и во такви околности и политиките што се поставени и во делот на поддршка на стопанството преку ниски даноци, преку капитални инвестиции, преку привлекување на странски инвестиции кои што пак работат со домашните фирми. Проектот Македонија вработува, сите тие работи им помогнаа на домашните фирми да го постигнат тоа што го постигнаа и заедно со странските фирми и се разбира да се оствари тој економски резултат. Со оглед на тоа дека во светот се случуваат некои процеси кои што навестуваат дополнителни ризици, како што е нова должничка криза, која што овој пат ги опфаќа земјите во развој, како Кина, како Бразил, како некои други големи економии во светот. Постојат дополнителни ризици во 2016-17 година, но задачата на сите нас е да пробаме со заедничка работа, со договор да ги најдеме најдобрите политики и на таков начин да одговориме на сите тие предизвици, се со цел економијата и натаму да расте, да има повеќе инвестиции и се разбира работни места. Се стимулира вработувањето, ни за субвенции и мерки за потикнување на предприемништвото. Колку овие мерки му помогнаа на приватниот сектор да оди напред? Во секој случај не е возможно да се каже за секој еден импулс што ќе се даде во стопанството, односно во приватниот сектор, дека е лошо. Знаеме дека согласно она што го видовме во изминатата година, дека навистина бизнисмените ги користат овие поволности кои што беа понудени. Со проектот Македонија вработува не само што овие големи компании кои што се во или надвор од зоните се едно ги користат бенефитите, меѓутоа имаме и голем број на самовработувања, кој што е, мислам, еден чекор во одлична насока, особено поради тоа што предприемништвото е нешто што навистина го протежираме како, да кажеме, иднината на македонската економија, бидејќи како и секаде низ Европа и во светот, малите и средните бизниси се оние кои што се двигатели на економијата. Повторно простор за подобрување секогаш има, можеби со инвестирање на одредени гранки кои што не биле во фокусот досега. Досега имаше инвестиции, нели, големи инфраструктурни во градежништвото, во индустријата и така натаму. Целиме кон тоа во 2016 година да се посвети можеби повеќе, да кажеме, простор, време и да се инвестира во останатите туристичката, еве да кажеме, гранка или пак во земјоделието кои што имаат навистина голем потенцијал. Сите пазари со кои што имаме контакти и каде што гледаме потенцијал за извоз на македонските производи даваат сигнали дека треба да се посветиме на укрупнување на овие сектори и се надеваме дека во следниот период
ќе успееме да постигнеме некој добар чекор во таа насока. Професоре, бизнисот очекува раздвижување и на останатите сектори. Го слушнавме министерот, тој вели дека и градежништвото и натаму ќе биде главен двигател на економијата. Кои сектори може да ја повлечат целокупната економија напред? По дефиниција градежништвото е секојаш локомотива на економијата. Ако имаме ние градежни инфраструктурни инвестициски објекти и проекти кои што се реализираат, сето тоа повлекува дури дополнителни 25 до 27 дополнителни стопански гранти кои што се привлекуваат и се влечат од градежништвото. Ние тоа го имаме денес. Го имаме и во изминатите 2 години. Оние 3 делници автопатишта, магистрални патишта кои што се градат, па разни други инфраструктурни објекти од типот на болници, училишта и така натаму, и ангажираат целата градежна оператива во Македонија, која во целина веројатно вработува и најголем број работници. А треба да се знае дека кога градежништвото работи, тогаш се влечат и оние останати индустријски гранти, се зголемува обемот на плати кои им се доделува на вработените, значи немаме ние некои проблеми со вработените во градежништвото. Тие плати се трошат некаде, се зголемува потрошувачката, се зголемува побарувачката и нова или онај начин влие сето тоа врз целината на растот на бруто домашниот производ. Се разбира, градежништвото не може да биде осамено во таквата активност. Преработувачката индустрија покажуваше во изминатите години значителни капацитетни можности и се манифестираше тоа од време на време во податоците од Државниот завод за статистика, можевме тоа да го видиме. Очекувам тоа исто да продолжи понатаму, особено во преработувањето на производи кои што ќе носат нова додадена вредност, што самото тоа е зголемен процент на бруто домашниот производ. Металната индустрија малце можеби ќе биде затаена сега заради ниските опајачките цени на светските берзи, меѓутоа таа е секогаш присутна како една од подоминантните стопански гранти во Република Македонија и особено е битно да продолжи трендот на производство, пласирање на капитални полуфабрикати, фабрикати, суровини така натаму или интермедијари како ние ги викаме, кои влегуваат во процесот на производството. Ако анализираме што го влечеше производството, тоа бе овие неколку производи кои претходно ги спомнав. И верувам дека тие ќе продолжат да действуваат во тој правец. На позитивниот раст секако на целокупната слика влијаат и странските директни инвестиции. Имаме нови компании кои што објавија влез во Македонија и некои од нив и го прошируваат производството. Колку салдото на странски инвестиции може да донесе позитивни импулси во економијата? Сметам дека за мала земја како што е Македонија, исклучително значајно е да креираме производи што може да се извезуваат. За да креираме производи што може да се извезуваат, значи да сме конкурентни, треба да сме конкурентни и тоа подразбира да имаме добра бизнис клима. И во тој дел се вклопуваат странските инвестиции, бидејќи тие главно влегуваат во дејности кои што се со повисока технолошка повисока технологија и повисока додатна вредност, како што е автомобилската индустрија, како што е производството на делови за автомобили или одредени компании кои што работат во слични дејности од делот на придружни не само за автомобилската индустрија, туку и за слични индустрии кои што се пропулзивни во периоди на криза, исто така можат да повлечат извоз. Има 3 компоненти кои што според мене се значајни од аспект на влијанието на странските инвестиции во Македонија и во секоја земја, впрочем. Првата е, се разбира, влијанието нивно врз извозот, каде што минатата година само оваа компонента достигна 1,5 милиарда евра, што е приближно 1/3 од македонскиот извоз. Значи да ги немаше странските компании, за толку де факто ќе беше понизок вкупниот извоз и трговското салдо ќе беше полошо. Втората компонента е работните места. Околу 15.000 лица се вработени во компаниите што работат во слободните зони или надвор од слободните зони, но сепак се странски инвестиции. И третата, исто толку значајна компонента според мене е интеракцијата, односно поврзувањето на странските со домашните компании. Тоа е област на која што дополнително треба да вложиме напор, да ја доразвиеме, бидејќи ќе го зголеми влијанието на странските инвестиции и ефектот од странските инвестиции, ако успееме што поголем број на домашни компании да се вклучат во ланецот на добавувачи на странските компании, а постепено со тоа и директно да можат да извезуваат. Неодамно имавме една ситуација каде што компанија од Кочани, домашна компанија, склучи договор да биде главен добавувач на Джонсон Мети. За цел свет, значи за 16 компании на Джонсон Мети во цел свет, главен добавувач ќе е оваа домашна наша македонска компанија.
на база на контактот што го имаат со Джонсон Мет и Македонија. И склучија сделка која што има вредност од околу 8 милиони евра. Тоа е патот што треба да го одиме. Значи, така треба да идентификуваме добри домашни компании во сегментот на мали и средни компании за кои што зборуваше председателката на ССК и да видиме што им недостасува на тие компании. Дали капитал на некој им треба, пари, на некој им треба обука дополнителна, да се стандардизираат одредени производи од аспект на квалитет што е потребен за вакво продирање на пазарот и слично. И на тој начин ќе успееме де факто да го зголемиме извозот и на домашните компании или профитабилноста на домашните компании. Сите овие три компоненти се значаен придонес на странските инвестиции за развојот на македонската економија и создаваат основа за долгорочен развој, бидејќи тие компании ќе останат тука и очекувам се поголем број на домашни компании да работат со странските компании. Ако дозволите, јас уште нешто би додал кон ова што министерот го кажа во врска со значењето на странските инвестиции. Значи, самото нивно доаѓање, големините на парите ги знаеме колкави се, меѓутоа тие донеса уште нешто многу друго. Донеса нова технологија, донеса нова култура, менаџерска култура, донеса она што е многу битно и што во многу ни недостасуваше, нова етичност, голема етичност во работењето. Понатаму тие со самиот онај производствен капацитет што го имаат и со производите кои нудат, изврши една диверзификација, зголемување на бројот на производите кои се создаваат во Македонија, кои се извезуваат пред се и открија пазари кои ние ги немавме на нашата извозна карта во минатото. Па ние не знаевме каде е Велика Британија на картата на извозот, додека тие не дојде. Сега веќе извезуваме катализатори, разни други проводници кои тие ги прават, ги произведуваат и ги носат таму. И од математички аспект, од платно-билансен аспект, многу е битен податокот дека во минатата година тие остварија нето извозен ефект, значи разлика извоз-увоз од 280 милиони евра. Тоа значи дека за 280 тие придонесоа да имаме стабилизирање на платниот биланс. Ако тоа го немавме, монетарната политика ќе имаше сериозен проблем, ќе дојдеше до затегање на монетарната политика, тоа по автоматизам значи зголемување на каматните стапки. Тоа не се случи. Каматните стапки или остана исти или се намалија, а со самото тоа дадоа импулс на стопанствениците да земат кредити по пониски камати, кои што нормално треба да раѓаат и поголем принос во нивното работење. Според тоа, и уште нешто, странските инвестиции донесоа и соодветна промена на образовната структура на нашите кадри. Веќе се размислува од нашите универзитети да се образуваат кадри кои што странските инвеститори најмногу ги барат, пред се информатичари. За информатичарите постои глад. За технолози од различен вид постои глад. За финансиски менаџери исто така. Спрема тоа, ние како академски, овие представници на академската заедница треба да го слушнеме тој абер, тој глас од странските инвеститори и така и да работиме. Нашите факултети за технологија, за електромашинство и така натаму тоа го сватија и таму бројот на студентите овие години е се поголем и поголем затоа што студентите кои дипломираат речиси веднаш наоѓаат работа во тие фабрики на странските инвеститори. Нови вработувања, нови знаења и нови стандарди наметна странските компании, но сепак голем бенефит почувствува и домашните фирми. Кој е најголемиот ефект? Пред малку министерот нели напомна дека треба да гледаме онаа додадена вредност на странските инвестиции во Република Македонија, тоа е соработката со домашните компании каде тие можат да го најдат својот интерес. Многу важно е тоа што сите оние компании кои што отпочнаа соработка со странските инвестиции веќе може да се пофалат прво со своето побогато портфолио кој што им дава одреден кредибилитет на пазарите надвор од Република Македонија. Исто така морам да ги пофалам затоа што најголемиот број од нив се наши членови и тие можат да се, да кажеме, да се наречат наша гордост од аспект на тоа дека навистина имаат квалитетни кадри кои што работат во рамки на овие компании. Меѓутоа секако чекор број 1 кој што можам да кажам и нешто за најголема пофала во 2015 година беше конечно влезот на домашни македонски компании во рамки на зоните. Нешто за кое што сме разговарале многу време наназад и мислам дека е едно од, да кажеме, оние први чекори кои што требаше да се превземат за да се види дека имаме и ние наши компании кои што се способни да придонесат едноставно во зголемување на извозот од Република Македонија надвор, не се само оние странски инвеститори, исто така да демонстрираат одреден квалитет и да се конечно да се оттргне она табу кое што беше поставено претходно дека едноставно македонските компании дали немаат можност, дали не им е пружена можност да влезат и да имаат еднаков третман
за работа во овие зони, кои што напоменувавме повеќе пати дека не е вистина и дека третманот на домашните и странските инвеститори е целосно, односно подеднаков. Да, често пат имаше забелешки од дел од бизнис заедницата дека поволности треба да добијат и домашните, а не само странските фирми. Тука една мала само дигресија. Кај нас во Република Македонија малце е проблематичен тој термин инвеститор, затоа што домашен инвеститор како таков не постои. Практично секој еден бизнисмен, дали е тоа микро, мало, средно, големо предпријатие, инвестира во Република Македонија, допринесува за македонската економија и секој од нив е домашен инвеститор. Така да тоа е нешто на кое што особено внимаваме и секој еден од нас со својот бизнис представува домашен инвеститор од некој тип. Јас би сакал да се надоврзам на ова. Заради дилемата што ја спомнавте, која што според мене беше лажна дилема сите овие години. Јас и владата гледаме на инвеститорите или на бизнисмените како успешни и неуспешни. Дали се странски или домашни и дали треба поддршка на странските или на домашните не е прашање. Прашањето е треба поддршка, односно одговорот е треба поддршка и на едните и на другите. Поддршката се манифестира и кон едните и кон другите. За едните се обезбедуваат услови во слободните зони, инфраструктурни услови и други. За домашните инвеститори, Македонија има најниски даноци во светот. Има ли поголема поддршка што можеме да ја дадеме од тоа што во сите овие тешки години, кога цел свет се справуваше со светската криза, изголемуваа даноци и други непопуларни мерки, ние останавме на најниски даноци во светот, значи со стапката од 10%. И во 6 години од 2009 до 2015 и реинвестираната практично добивка и добивката што подоцна ќе се реинвестира, значи во подоцнежните години што е задржана и двете беа ослободени од оданочување. Поголема помош од тоа нема, ако му ги оставите парите на бизнисменот, тој да располага со нив, наместо да му ги земете во буџетот. Второто е, обезбедивме 350 милиони евра кредитни средства, но ја субвенциониравме каматата за домашните компании и голем број на мали и средни компании со тие пари преживеа во текот на кризата и успеа да обезбедат обртни средства, а понекои ги искористија и за набавка на опрема и на машини. Покрај тоа има и многу други мерки, како што ја спомнавме, Македонија вработува, каде што директно на товар на буџетот се субвенционира вработувањето на луѓе во домашните компании. И да не набројувам многу други мерки каде што преку намалување на трошоците на фирмите, не само даноците, значи и трошоците што се за олеснување на добивање на градежни дозволи, можноста да го купат земјиштето, приватизација да направат по поволна цена, по ниска цена, некаде и по 1 евро по квадрат и слично, значи сето тоа се мерки што им помагаат на домашните компании. И нас ни беше особено радост кога домашни компании ни пристапија и изразија желба да произведуваат нешто што може да се вклопи во концептот на ТИРЗовите, односно технолошко-индустријските развојни зони, и сега веќе имаме две домашни компании кои што исто така ќе произведуваат во тие зони и ќе извезуваат. Така да би било добро да речам да еднаш за секогаш ја тргнеме таа дилема, секоја влада треба да им помага и на странските инвеститори, и на домашните инвеститори и да им овозможува и на едните и на другите најдобри можни услови. Се разбира, пазарот во одредени околности ќе диктира одредени бизнисмени да успеат, одредени да не успеат. Но значено е да ние го направиме равен теренот за игра, за да може и едните и другите да имаат иста шанса. Професоре, шансата им се дава и на домашните и на странските, но сепак за да дојдат и да инвестираат во Македонија, странците ја скенираат генерално економската слика, сите тие поволности кои што им се нудат. Дали е пресудна бизнис климата за да тие вложат и инвестираат во Македонија? Има повеќе фактори. Бизнис климата е еден од најважните, се разбира, фактори за привлекување странски директни инвеститори. Стабилната политичка состојба исто така фактор. Меѓутоа и оценката на меѓународните институции од аспект на рейтингот на Република Македонија е фактор кој што нив ги охрабрува или пак не ги охрабрува да влезат во одредена земја, во случајот во Република Македонија. Ако Doing Business речи дека Македонија е 12-та земја во светот со услови за отворање и водење бизнис, тоа за некого значи дека тука може да го работи тој бизнис. Ако условите на конкуренција се слободни, ако монетарната слобода е голема, тој високо рангирана во тие критериуми за бизнис, doing business, фискалната слобода е исто така висока, ако правото на приватна собственост е гарантирано, што е факт во Република Македонија, ако можете да отворите фирма за 15 минути од компјутер, од домашен компјутер, ако можете да одите од катастар да земете имотен лист, веќе можете исто на вашиот компјутер, ако царината ви ги дава сите оние поволности кои што се сега присутни, тоа
за апсолутно голем бенефит и едноставно охрабрување за странските инвеститори. Тие тоа го знаат и затоа еве полека се охрабруваат да влегуваат. Се разбира, ако политичката криза не биде предоминантна, а кај нас еве во некој период се појави така како главна пречка, една од позначајните пречки за позначајно влегување, да се надеваме дека на брзина изеќа нема како пречка. Арсовска бизнис климата е добра, доаѓаат странски, домашните реинвестираат. Лесно или тешко е да се води бизнис во Македонија? Лесно да се води бизнис не било никогаш. Секако во последните години гледаме доста бенефити кои што може да се исползуваат. Бројката на новоотворени компании тоа го кажува. Особено во оној дел каде што им е најпотребна, тоа се оние кои што се млади со нови идеи. Конкретно нашата соработка на Сојузот на стопански комори со Фондот за иновации мораме да ја споменеме и мораме да ја пофалиме, затоа што голем број од нашите компании, да не речам скоро сите, се добитници сега, нели, и по првиот и на вториот повик имаат добиено неповратни грантови од Фондот за иновации за, да кажам, иницијално да отпочнат со некои нови сегменти на својот бизнис од аспект на иновации, било да е тоа од маркетинг или воведување некои нови технологии, што е навистина за поздравување и се надеваме дека ќе продолжи и понатаму. Тоа е нешто кое што треба да се стимулира, на кое што треба да се работи и понатаму и повторно во оној сегмент каде што во Република Македонија генерално компаниите може да бидат најконкурентни. Тоа се оние мали и средни бизниси, како и во целиот свет, двигатели на економијата и со посебен фокус на стимулирање дополнително, повторно велам, на приватниот сектор, особено на не само на генерирање на поголем број на работни места, туку и на подобрување на стандардот и на зголемување на платата. Просечната плата, можеме да кажеме. Расти инвестиции за стабилна економија. Денеска најнов податок стаса од Брисел. Европската комисија ја рангира македонската економија меѓу 5 во Европа, кои годинава ќе остварат највисок економски раст. Нашата новинарка Љупка Камчева има повеќе на оваа тема и ги има најновите информации кои ги лиферуваше Брисел. Љупка, кои се последните податоци за растот на македонската економија? Така е, Биби. Европската комисија предвидува стабилен економски раст и намалување на невработеноста. Во најновата зимска економска прогноза се наведува дека бруто домашниот производ годинава ќе изнесува 3,3%, а во 2017 ќе изнесува 3,5%. Со овој раст Македонија е меѓу 5 земји во Европа со највисок економски раст, меѓу кои се Ирска со 4,5% за 2016 година. Романија со 4,2%, Малта со 3,9% и Луксембург со 3,7%. Во најновиот извештај исто така се прогнозира дека невработеноста ќе продолжи да се намалува. Во 2015 година таа изнесувала 27%, а во 2016 година ќе изнесува 25,8%. Во 2017 година невработеноста ќе падне под 25%. Оптимистички најави има и за странските директни инвестиции, односно се прогнозира дека тие ќе продолжат да растат и во 2016 година. Биби, ова се едни од клучните аспекти во најновата економска прогноза на Европската комисија. Да, Љупка, слушнавме од тебе. Брисел очекува 3,5% раст на македонската економија. Да подсетиме кои се проекциите и очекувањата и на другите меѓународни финансиски институции. Така е, претходно и останатите меѓународни финансиски институции дадоа своји прогнози. Во последната публикација на Светската банка бруто домашниот производ ќе изнесува 3,4%, додека на последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд се наведува дека македонската економија расте доволно добро, а економијата ќе расте со 3,2% во 2016 година. Љупка, ти контактираше и побара став и од бизнис заедницата, а анализа побаравме од некои економисти. Впрочем, и вечерва во студиото на телевизија Нова имаме представници од Сојузот на стопански комори, тука е и професорот Неновски, а секако и првиот финансиер Ставрески. Кој е првиот став на бизнис секторот?
Така е BB телевизија Нова контактираше дел од бизнисмените, сумирано нивните оценки се дека 2016 ќе биде добра година на економски план. Љупка, добро вечер, почитувани гледачи, следите нова дебата на телевизија Нова. Јас сум Билјана Василева Трендафилова, а вечерва во фокусот е економијата. Мои ваши гости вечерва се вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, универзитетскиот професор Томе Неновски и председателката на Сојузот на стопанските комори Данила Арсовска. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Македонската економија во 2016 влезе со двоцифрени стапки на раст на индустриското производство. Невработеноста е на рекордно најниско ниво, се спушти некаде до 25%, иако прогнозирате таа да стаса до 22%. Имаме солиден раст на странските инвестиции. На кој пат е македонската економија во време на, да речам, неизвестни политички случувања? Благодарам прво за можноста да поразговараме за овие значени теми и можам да кажам дека наспроти турбулентната политичка сцена и тешките општи услови што се наметнаа од политичката криза, ја завршивме 2015 успешно и економијата на некој начин беше можеби таа светла точка во годината во која што немаше многу светли точки. Сепак растот што се реализира во втората половина од годината, посебно во повеќе сектори, помогна да Македонија повторно биде меѓу земјите со највисок економски раст во Европа, меѓу 5, 6, 7 земји со највисок економски раст. Очекуваме тој да биде некаде меѓу 3,3-3,5%. Значи, отприлика тука и растот во првите 9 месеци од годината беше, за кој што се објавени резултатите, 3,4%, за што многу придонесе растот на индустријата меѓу август и октомври. Преку 11% беше растот во тој период, наспроти да се подсетиме негативните стапки што беа некаде во вториот квартал од годината, кога заради политичката криза се почувствува осетно тоа во индустријата во Република Македонија, имавме негативен раст во тој период. Покрај тоа и градежништвото беше добро, како и вообичаено во изминатите неколку години, подпомогнато и едното и другото, би рекол, и индустријата и градежништвото со високиот износ на капитални инвестиции и проекти од буџетот на Република Македонија, со кои што се ангажираат голем број на домашни фирми во делот на градежништвото и во делот на малата индустрија и малото стопанство, индустријата и се она што се вклучува во тој дел. И помогна, се разбира, и извозот од странските компании, така да се на се имавме добра година, би рекол, имајќи предвид какви беа општите околности, остварен е максимумот. Со таква добра ситуација влегуваме и во 2016 и тоа создава основа да веруваме дека и оваа година ќе имаме солиден, добар економски раст. Да, за извозот и бројките од слободните економски зони ќе анализираме вечерва малку подоцна во оваа дебата, во време кога политичките партии се договараат и калкулираат, трпи ли бизнисот? Апсолутно, бизнисот трпи на секоја несигурност. Било да е таа политичка, било да е таа социјално, нормално е дека секој од овие фактори имаат влијание не само врз бизнисот, туку воопште и врз македонската економија. Видовме оваа година дека имаше доста турбуленции, прво оние на политички план, кои што ги имавме, едноставно влијаа доста несигурност во македонското стопанство и во бизнисмените. Да паузираа, да кажеме, со оние можеби проектирани инвестиции и не се остварени за жал во целост, тоа го видовме преку неостварување на процентните поени за економскиот раст во текот на 2015 година. Меѓутоа имаше доста и надворешни фактори кои што влијаја, не само политиката, како што се мигрантската криза која што се засилува, а исто така и економската криза на околните држави, особено во Република Грција. Да, надворешните и внатрешните фактори секако влијаат врз економијата и нејзиниот раст. Професоре, колку случувањата во Грција, соседството влијае врз целокупната кондиција и на бизнис секторот, но и на вкупната економија? Сите фактори кои веќе беа спомнати до сега, мислам дека влијае на тоа да ние оствариме за нешто помалку
од она што беше планирано пораст на бруто домашниот производ, дури веќе се прават анализи кои велат дека овие фактори имат влијание со големина од прилика од 1% поен од порастот на бруто домашниот производ, што значи дека особено политичката криза, ако не беше присутна, ние веќе ќе говоревме денеска за пораст на општествениот производ од 4,5%, дефинитивно дека тоа ќе беше така. Меѓутоа имавме и други, како што рековте, надворешни непријатности кои ни се случува. Мигрантската криза си го зеде својот данок, оноку колку што беше актуелна таа во текот на есенските денови. Меѓутоа и Грција во еден момент и оние стравоти кои што ги има стопанствениците во однос на очекувањата што таму може да се случи, а продолжено преку Грција што може да се случи во целината на европската зона, сето тоа имаше соодветно влијание. За среќа, еве велам дека имавме можеби некое помало намалување од она што можело да ни се случи. Ние ја завршуваме 2015 година, односно ја завршивме 2015, уште сега можам да речам со некој процент од околу 3,5% пораст на бруто домашниот производ, што со оглед на сите овие случувања дома и во странство може да се смета за исклучително задоволителен резултат. Дури би го користел на избор што министерот го кажа, го остваривме максимумот што можеше во такви услови да се оствари, а во такви услови навистина за пофалба остварувањето на економијата. Остварен ли е максимумот и постојат ли се уште ризици за македонската економија и од оние случувања во светот, тука мислам на движењето на берзите и цената на нафтата? Видете, секоја работа во животот треба да се стави во контекст во кој што се случува. Професорот е во право дека македонската економија има потенцијал и за 4 и за 4,5% и ние тоа го ставивме во нашите проекции. Меѓутоа тоа подразбира да нема политички шокови, други големи кризи во Европа и слично. Се разбира дека како и секоја економија свој одраз врз неа има и она што се случува во европската економија, а таму мигрантската криза навистина предизвика одредени турбуленции во функционирањето на европските економии и од тој аспект имаше дополнителни трошоци заради кои што тие па скратија на некои други работи и сето тоа влијае помалку на македонската економија. Но значајно што е дека и во вакви услови кога навистина се случи огромен внатрешен шок кој што е нестандарден, кој што ретко се случува, да таква тешка длабока политичка криза се случи, стопанството покажа отпорност, покажа дека може да функционира и во такви околности и политиките што се поставени во делот на поддршка на стопанството преку ниски даноци, преку капитални инвестиции, преку привлекување на странски инвестиции кои што пак работат со домашните фирми. Проектот Македонија вработува, сите тие работи им помогнаа на домашните фирми да го постигнат тоа што го постигнаа и заедно со странските фирми и се разбира да се оствари тој економски резултат. Со оглед на тоа дека во светот се случуваат некои процеси кои што навестуваат дополнителни ризици, како што е нова должничка криза, која што овој пат ги опфаќа земјите во развој, како Кина, како Бразил, како некои други големи економии во светот, постојат дополнителни ризици во 2016-17 година, но задачата на сите нас е да пробаме со заедничка работа, со договор да ги најдеме најдобрите политики и на таков начин да одговориме на сите тие предизвици, се со цел економијата и натаму да расте, да има повеќе инвестиции и се разбира работни места. Се стимулира вработувањето, низа субвенции и мерки за потикнување на предприемништвото. Колку овие мерки му помогнаа на приватниот сектор да оди напред? Во секој случај не е возможно да се каже за секој еден импулс што ќе се даде во стопанството, односно во приватниот сектор, дека е лошо. Знаеме дека согласно она што го видовме во изминатата година, дека навистина бизнисмените ги користат овие поволности кои што беа понудени. Со проектот Македонија вработува не само што овие големи компании кои што се во или надвор од зоните се едно ги користат бенефитите, меѓутоа имаме и голем број на самовработувања, кој што е, мислам, еден чекор во одлична насока, особено поради тоа што предприемништвото е нешто што навистина го протежираме како, да кажеме, иднината на македонската економија, бидејќи како и секаде низ Европа и во светот, малите и средните бизниси се оние кои што се двигатели на економијата. Повторно простор за подобрување секогаш има, можеби со инвестирање на одредени гранки кои што не биле во фокусот досега. Досега имаше инвестиции, нели, големи инфраструктурни во градежништвото, во индустријата и така натаму.
Целиме кон тоа во 2016 година да се посвети можеби повеќе, да кажеме, простор, време и да се инвестира во останатите туристичката, еве да кажеме, гранка или пак во земјоделието кои што имаат навистина голем потенцијал. Сите пазари со кои што имаме контакти и каде што гледаме потенцијал за извоз на македонските производи даваат сигнали дека треба да се посветиме на укрупнување на овие сектори и се надеваме дека во следниот период ќе успееме да постигнеме некој добар чекор во таа насока. Професоре, бизнисот очекува раздвижување и на останатите сектори. Го слушнавме министерот, тој вели дека и градежништвото и натаму ќе биде главен двигател на економијата. Кои сектори може да ја повлечат целокупната економија напред? По дефиниција градежништвото е секојаш локомотива на економијата. Ако имаме ние градежни инфраструктурни инвестициски објекти и проекти кои што се реализираат, сето тоа повлекува дури дополнителни 25 до 27 дополнителни стопански гранки кои што се привлекуваат и се влечат од градежништвото. Ние тоа го имаме денес. Го имаме и во изминатите 2 години. Оние 3 делници автопатишта, магистрални патишта кои што се градат, па разни други инфраструктурни објекти од типот на болници, училишта и така натаму, ја ангажира целата градежна оператива во Македонија, која во целина веројатно вработува и најголем број работници. А треба да се знае дека кога градежништвото работи, тогаш се влечат и оние останати индустријски гранки, се зголемува обемот на плати кои им се доделува на вработените, значи немаме ние некои проблеми со вработените во градежништвото. Тие плати се трошат некаде, се зголемува потрошувачката, се зголемува побарувачката и нова или онај начин влие сето тоа врз целината на растот на бруто домашниот производ. Се разбира, градежништвото не може да биде осамено во таквата активност. Преработувачката индустрија покажуваше во изминатите години значителни капацитетни можности и се манифестираше тоа од време на време во податоците од Државниот завод за статистика, можевме тоа да го видиме. Очекувам тоа исто да продолжи понатаму, особено во преработувањето на производи кои што ќе носат нова додадена вредност, што самото тоа е зголемен процент на бруто домашниот производ. Металната индустрија малце можеби ќе биде затаена сега заради ниските опајачките цени на светските берзи, меѓутоа таа е секогаш присутна како една од подоминантните стопански гранки во Република Македонија и особено е битно да продолжи трендот на производство, пласирање на капитални полуфабрикати, фабрикати, суровини така натаму или интермедијари како ние ги викаме, кои влегуваат во процесот на производството. Ако анализираме што го влечеше производството, тоа беа овие неколку производи кои претходно ги спомнав. И верувам дека тие ќе продолжат да действуваат во тој правец. На позитивниот раст секако на целокупната слика влијаат и странските директни инвестиции. Имаме нови компании кои што објавија влез во Македонија и некои од нив и го прошируваат производството. Колку салдото на странски инвестиции може да донесе позитивни импулси во економијата? Сметам дека за мала земја, како што е Македонија, исклучително значајно е да креираме производи што може да се извезуваат. За да креираме производи што може да се извезуваат, значи да сме конкурентни, треба да сме конкурентни и тоа подразбира да имаме добра бизнис клима. И во тој дел се вклопуваат странските инвестиции, бидејќи тие главно влегуваат во дејности кои што се со повисока технолошка повисока технологија и повисока додатна вредност, како што е автомобилската индустрија, како што е производството на делови за автомобили или одредени компании кои што работат во слични дејности од делот на придружни не само за автомобилската индустрија, туку и за слични индустрии кои што се пропулзивни во периоди на криза, исто така можат да повлечат извоз. Има 3 компоненти кои што според мене се значајни од аспект на влијанието на странските инвестиции во Македонија и во секоја земја, впрочем. Првата се разбира влијанието нивно врз извозот, каде што минатата година само оваа компонента достигна 1,5 милиарда евра, што е приближно 1/3 од македонскиот извоз. Значи да ги немаше странските компании, за толку де факто ќе беше понизок вкупниот извоз и трговското салдо ќе беше полошо. Втората компонента е работните места. Околу 15.000 лица се вработени во компаниите што работат во слободните зони или надвор од слободните зони, но сепак се странски инвестиции. И третата, исто толку значајна компонента според мене е интеракцијата, односно поврзувањето на странските со домашните компании.
Тоа е област на која што дополнително треба да вложиме напор, да ја доразвиеме, бидејќи ќе го зголеми влијанието на странските инвестиции и ефектот од странските инвестиции, ако успееме што поголем број на домашни компании да се вклучат во ланецот на добавувачи на странските компании, а постепено со тоа и директно да можат да извезуваат. Неодамно имавме една ситуација каде што компанија од Кочани, домашна компанија, склучи договор да биде главен добавувач на Джонсон Мети. За цел свет, значи за 16-те компании на Джонсон Мети во цел свет, главен добавувач ке е оваа домашна наша македонска компанија. На база на контактот што го имаат со Джонсон Мети Македонија. И склучија сделка која што има вредност од околу 8 милиони евра. Тоа е патот што треба да го одиме. Значи, така треба да идентификуваме добри домашни компании во сегментот на мали и средни компании за кои што зборуваше претседателката на ССК и да видиме што им недостасува на тие компании. Дали капитал на некој им треба, пари, на некој им треба обука дополнителна, да се стандардизираат одредени производи од аспект на квалитет што е потребен за вакво продирање на пазарот и слично. И на тој начин ќе успееме де факто да го зголемиме извозот и на домашните компании или профитабилноста на домашните компании. Сите овие три компоненти се значаен придонес на странските инвестиции за развојот на македонската економија и создаваат основа за долгорочен развој, бидејќи тие компании ќе останат тука и очекувам се поголем број на домашни компании да работат со странските компании. Ако дозволите, аз уште нешто би додал кон ова што министерот го кажа во врска со значењето на странските инвестиции. Значи, самото нивно доаѓање, големините на парите ги знаеме колкави се, меѓутоа тие донеса уште нешто многу друго. Донеса нова технологија, донеса нова култура, менаџерска култура, донеса она што е многу битно и што во многу ни недостасуваше, нова етичност, голема етичност во работењето. Понатаму тие со самиот онај производствен капацитет што го имаат и со производите кои нудат, изврши една диверзификација, зголемување на бројот на производите кои се создаваат во Македонија, кои се извезуваат пред се и открија пазари кои ние ги немавме на нашата извозна карта во минатото. Па ние не знаевме каде е Велика Британија на картата на извозот, додека тие не дојда. Сега веќе извезуваме катализатори, разни други проводници кои тие ги прават, ги произведуваат и ги носат таму. И од математички аспект, од платно-билансен аспект, многу е битен податокот дека во минатата година тие остварија нето извозен ефект, значи разлика извоз-увоз од 280 милиони евра. Тоа значи дека за 280 тие придонесоа да имаме стабилизирање на платниот биланс. Ако тоа го немавме, монетарната политика ќе имаше сериозен проблем, ќе дојдеше до затегање на монетарната политика, тоа по автоматизам значи зголемување на каматните стапки. Тоа не се случи. Каматните стапки или остана исти или се намалија, а со самото тато дадоа импулс на стопанствениците да земат кредити по пониски камати, кои што нормално треба да раѓаат и поголем принос во нивното работење. Според таа, и уште нешто, странските инвестиции донесоа и соодветна промена на образовната структура на нашите кадри. Веќе се размислува од нашите универзитети да се образуваат кадри кои што странските инвеститори најмногу ги барат, пред се информатичари. За информатичарите постои глад. За технолози од различен вид постои глад. За финансиски менаџери исто така. Спрема тоа, ние како академски, овие представници на академската заедница треба да го слушнеме тој абер, тој глас од странските инвеститори и така и да работиме. Нашите факултети за технологија, за електромашинство и така натаму тоа го сватија и таму бројот на студентите овие години е се поголем и поголем затоа што студентите кои дипломираат речиси веднаш наоѓаат работа во тие фабрики на странските инвеститори. Нови вработувања, нови знаења и нови стандарди наметна странските компании, но сепак голем бенефит почувствува и домашните фирми. Кој е најголемиот ефект? Пред малку министерот нели напомна дека треба да гледаме онаа додадена вредност на странските инвестиции во Република Македонија, тоа е соработката со домашните компании каде тие можат да го најдат својот интерес. Многу важно е тоа што сите оние компании кои што отпочнаа соработка со странските инвестиции веќе можат да се пофалат прво со своето побогато портфолио кој што им дава одреден кредибилитет на пазарите надвор од Република Македонија. Исто така морам да ги пофалам затоа што најголемиот број од нив се наши членови и тие можат да се, да кажеме, да се наречат наша гордост од аспект на тоа дека навистина имаат квалитетни кадри кои што работат во рамки на овие компании. Меѓутоа секако чекор број 1 кој што можам да кажам и нешто за најголема пофала во 2015 година беше конечно влезот на домашни македонски компании во рамки на зоните. Нешто за кое што сме
разговарале многу време наназад и мислам дека е едно од, да кажеме, оние први чекори кои што требаше да се превземат за да се види дека имаме и ние наши компании кои што се способни да придонесат едноставно во зголемување на извозот од Република Македонија надвор, не се само оние странски инвеститори, исто така да демонстрираат одреден квалитет и да се конечно да се оттргне она табу кое што беше поставено претходно дека едноставно македонските компании дали немаат можност, дали не им е пружена можност да влезат и да имаат еднаков третман за работа во овие зони, кои што напоменувавме повеќе пати дека не е вистина и дека третманот на домашните и странските инвеститори е целосно, односно подеднаков. Да, често пат имаше забелешки од дел од бизнис заедницата дека поволности треба да добијат и домашните, а не само странските фирми. Тука една мала само дигресија. Кај нас во Република Македонија малку е проблематичен тој термин инвеститор, затоа што домашен инвеститор како таков не постои. Практично секој еден бизнисмен, дали е тоа микро, мало, средно, големо предпријатие, инвестира во Република Македонија, допринесува за македонската економија и секој од нив е домашен инвеститор. Така да тоа е нешто на кое што особено внимаваме и секој еден од нас со својот бизнис представува домашен инвеститор од некој тип. Јас би сакал да се надоврзам на ова. Заради дилемата што ја спомнавте, која што според мене беше лажна дилема сите овие години. Јас и владата гледаме на инвеститорите или на бизнисмените како успешни и неуспешни. Дали се странски или домашни и дали треба поддршка на странските или на домашните не е прашање. Прашањето е треба поддршка, односно одговорот е треба поддршка и на едните и на другите. Поддршката се манифестира и кон едните и кон другите. За едните се обезбедуваат услови во слободните зони, инфраструктурни услови и други. За домашните инвеститори, Македонија има најниски даноци во светот. Има ли поголема поддршка што можеме да ја дадеме од тоа што во сите овие тешки години, кога цел свет се справуваше со светската криза, изголемуваа даноци и други непопуларни мерки, ние останавме на најниски даноци во светот, значи со стапката од 10%. И во 6 години од 2009 до 2015 и реинвестираната практично добивка и добивката што подоцна ќе се реинвестира, значи во подоцнежните години што е задржана и двете беа ослободени од оданочување. Поголема помош од тоа нема, ако му ги оставите парите на бизнисменот, тој да располага со нив, наместо да му ги земете во буџетот. Второто е обезбедивме 350 милиони евра кредитни средства, но ја субвенциониравме каматата за домашните компании и голем број на мали и средни компании со тие пари преживеа во текот на кризата и успеа да обезбедат обртни средства, а понекои ги искористија и за набавка на опрема и на машини. Покрај тоа има и многу други мерки, како што ја спомнавме, Македонија вработува, каде што директно на товар на буџетот се субвенционира вработувањето на луѓе во домашните компании. И да не набројувам многу други мерки каде што преку намалување на трошоците на фирмите, не само даноците, значи и трошоците што се за олеснување на добивање на градежни дозволи, можноста да го купат земјиштето, приватизација да направат по поволна цена, по ниска цена, некаде и по 1 евро по квадрат и слично, значи сето тоа се мерки што им помагаат на домашните компании. И нас ни беше особено радост кога домашни компании ни пристапија и изразија желба да произведуваат нешто што може да се вклопи во концептот на ТИРЗовите, односно технолошко-индустријските развојни зони, и сега веќе имаме две домашни компании кои што исто така ќе произведуваат во тие зони и ќе извезуваат. Така да би било добро да речам да еднаш за секогаш ја тргнеме таа дилема. Секоја влада треба да им помага и на странските инвеститори, и на домашните инвеститори и да им овозможува и на едните и на другите најдобри можни услови. Се разбира, пазарот во одредени околности ќе диктира одредени бизнисмени да успеат, одредени да не успеат. Но значено е да ние го направиме равен теренот за игра, за да може и едните и другите да имаат иста шанса. Професоре, шансата им се дава и на домашните и на странските, но сепак за да дојдат и да инвестираат во Македонија, странците ја скенираат генерално економската слика, сите тие поволности кои што им се нудат. Дали е пресудна бизнис климата за да тие вложат и инвестираат во Македонија?
Има повеќе фактори. Бизнис климата е еден од најважните, се разбира, фактори за привлекување странски директни инвеститори. Стабилната политичка состојба е исто така фактор. Меѓутоа и оценката на меѓународните институции од аспект на рейтингот на Република Македонија е фактор кој што нив ги охрабрува или пак не ги охрабрува да влезат во одредена земја, во случајот во Република Македонија. Ако Doing Business речи дека Македонија е 12-та земја во светот со услови за отворање и водење бизнис, тоа за некого значи дека тука може да го работи тој бизнис. Ако условите на конкуренција се слободни, ако монетарната слобода е голема, тој високо рангирана во тие критериуми за бизнис, doing business, фискалната слобода е исто така висока, ако правото на приватна собственост е гарантирано, што е факт во Република Македонија, ако можете да отворите фирма за 15 минути од компјутер, од домашен компјутер, ако можете да одите од катастар да земете имотен лист, веќе можете исто на вашиот компјутер, ако царината ви ги дава сите оние поволности кои што се сега присутни, тоа е апсолутно голем бенефит и едноставно охрабрување за странските инвеститори. Тие тоа го знаат и затоа полека се охрабруваат да влегуваат. Се разбира, ако политичката криза не биде предоминантна, а кај на себе во некој период се појави така како главна пречка, една од позначајните пречки за позначајно влегување, да се надеваме дека на брзина и ќе нема како пречка. Харсовска бизнис климата е добра, доаѓаат странски, домашните реинвестираат. Лесно или тешко е да се води бизнис во Македонија? Лесно да се води бизнис не било никогаш. Секако во последните години гледаме доста бенефити кои што може да се исползуваат. Бројката на новоотворени компании тоа го кажува. Особено во оној дел каде што им е најпотребна, тоа се оние кои што се млади и со нови идеи. Конкретно нашата соработка на Сојузот на стопански комори со Фондот за иновации мораме да ја споменеме и мораме да ја пофалиме, затоа што голем број од нашите компании, да не речам скоро сите, се добитници сега, нели, и по првиот и на вториот повик имаат добиено неповратни грантови од Фондот за иновации за, да кажам, иницијално да отпочнат со некои нови сегменти на својот бизнис од аспект на иновации, било да е тоа од маркетинг или воведување некои нови технологии, што е навистина за поздравување и се надеваме дека ќе продолжи и понатаму. Тоа е нешто кое што треба да се стимулира, на кое што треба да се работи и понатаму и повторно во оној сегмент каде што во Република Македонија генерално компаниите може да бидат најконкурентни. Тоа се оние мали и средни бизниси, како и во целиот свет, двигатели на економијата и со посебен фокус на стимулирање, дополнително, повторно велам, на приватниот сектор, особено на не само на генерирање на поголем број на работни места, туку и на подобрување на стандардот и на зголемување на платата. Просечната плата, можеме да кажеме. Раст инвестиции за стабилна економија. Денеска најнов податок стаса од Брисел. Европската комисија ја рангира македонската економија меѓу 5 во Европа, кои годинава ќе остварат највисок економски раст. Нашата новинарка Љупка Камчева има повеќе на оваа тема и ги има најновите информации кои ги лиферуваше Брисел. Љупка, кои се последните податоци за растот на македонската економија? Така е, Биби. Европската комисија предвидува стабилен економски раст и намалување на невработеноста. Во најновата зимска економска прогноза се наведува дека бруто домашниот производ годинава ќе изнесува 3,3%, а во 2017 ќе изнесува 3,5%. Со овој раст Македонија е меѓу 5 земји во Европа со највисок економски раст, меѓу кои се Ирска со 4,5% за 2016 година. Романија со 4,2%, Малта со 3,9% и Луксембург со 3,7%. Во најновиот извештај исто така се прогнозира дека невработеноста ќе продолжи да се намалува. Во 2015 година таа изнесувала 27%, а во 2016 година ќе изнесува 25,8%. Во 2017 година невработеноста ќе падне под 25%. Оптимистички најави има и за странските директни инвестиции, односно се прогнозира дека тие ќе продолжат да растат и во 2016 година. Биби, ова се едни од клучните аспекти во најновата економска прогноза на Европската комисија.
Да, Љупка, слушнавме од тебе. Брисел очекува 3,5% раст на македонската економија. Да подсетиме кои се проекциите и очекувањата и на другите меѓународни финансиски институции. Така е, претходно и останатите меѓународни финансиски институции дадоа своји прогнози. Во последната публикација на Светската банка бруто домашниот производ ќе изнесува 3,4%, додека на последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд се наведува дека македонската економија расте расте доволно добро, а економијата ќе расте со 3,2% во 2016 година. Љупка, ти контактираше и побара став и од бизнис заедницата, а анализа побаравме од некои економисти. Впрочем, и вечерва во студиото на телевизија Нова имаме представници од Сојузот на стопански комори, тука е и професорот Неновски, а секако и првиот финансиер Ставрески. Кој е првиот и став на бизнис секторот? Така е, Биби, телевизија Нова контактираше дел од бизнисмените. Сумирано нивните оценки се дека 2016 ќе биде добра година на економски план. Љупка Чева известува за најновите економски прогнози и очекувања на Европската комисија. Подсетување, Брисел очекува економски раст од 3,5% годинава. Останете на телевизија Нова, продолжуваме со дебатата. Вие сте со телевизија Нова. Мои ваши вечерашни гости се председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска, универзитетскиот професор Томе Неновски и министерот за финансии Зоран Ставрески. Зборуваме за најновите економски проекции и движења во време на политички турбуленции. Последно анализиравме за странските инвестиции. Вие рековте дека годинава, односно во 2015 извозот надминал милиарда и повеќе. Сепак очекувањата се дека годинава тој може да стаса и до 2 милиарди? Видете, извозот од компаниите што работат во слободните зони минатата година се предвидуваше дека ќе биде околу 1,3 милиарди евра. Тој достигна 1,5 милиарда евра. Значи, значајно повисок од очекувањата и вообичаено тие така работат, едноставно поконзервативни се во проекциите и во делот на вработувањата и во делот на извозот. Неколку компании се решија да почнат со втора фабрика во Македонија, како што знаете, првично беше Johnson Controls, па Технохозе, значи отварање на последователни фабрики во Македонија. Некои компании како Ван Хол исто така вложуваат во дополнително производство, ќе произведуваат дополнителен број на автобуси со нови производствени линии и така натака. Сето тоа создава уверение дека имаме добри шанси извозот да расте. Дали тој ќе достигне 2 милиарди во оваа фаза никој не може да предвиди, меѓутоа има добри шанси да биде за барем 10-15% повисок од колку во 2015 година. Секоја таква работа, секој дополнителен раст на тој извоз е значаен бидејќи е извоз на најпробирливите пазари во светот. Значи, денеска од Македонија извезуваме производи кои што се користат за производство на автомобили како што се Jaguar, Porsche, Ferrari, BMW, Mercedes и сите други што постојат во светот, што се најрепрезентативни возила, што значи дека квалитетот на производството во Македонија е на највисоко можно ниво. Ако ги слушнете што коментираат странските сопственици на фирмите, тие велат компаниите во Македонија ни се најдобрите во Европа. Значи таква констатација имавме. Johnson Controls во Штип, например, ни кажаа дека неодамна дадоа награда во рамки на компанијата на Johnson Controls Штип како најдобар погон, најдобра фабрика од сите што ги имаат во овој регион, во Европа. Истата ситуација имаме со Johnson Matthey. Johnson Matthey во Македонија работи најдобро од сите компании на Johnson Matthey во овој регион. И други. Значи, сето тоа покажува дека имаме квалитетна работна сила,
со добра работна етика, луѓе што знаат да работат, луѓе кои што сакаат да работат и луѓе кои што се лојални кон компанијата, односно остануваат во таа компанија, се разбира доколку компанијата им ги даде условите што тие ги очекуваат, исто така од аспект на плата, од аспект на перспектива. Сето тоа се добри услови за да може долгорочно да имаме еден силен столб во македонската економија, тоа е дека овие компании и натака ќе имаат уште поголемо производство, уште поголем извоз и како што кажав, сега следниот предизвик е како да направиме што поголем број на домашни компании да го снабдуваат Ван Хол за во автобусот што го произведува Ван Хол да се вградуваат пластика, седишта кои што се произведуваат во Македонија и слично. Бидејќи тој производ потоа се користи на пазарите во Америка и секаде. Ван Хол ги продава автобусите, ги користат Google, ги користи Facebook, ги користи Yahoo и слични компании, Disney и слично. Значи, тие одат со знакот Made in Macedоnia и убаво е да има македонски производи, како што има во овие автобуси. Јас знам дека има стручка компанија, например, што произведува дел од потребните материјали што ги користи Ван Хол. И исто така да се користат домашни материјали или да се користи домашно знаење на компании кои што ќе можат на тој начин постепено и самите да почнат да извезуваат. Затоа што ако вие се навикнете на стилот на работа, на квалитетот на работа што е потребен за Johnson Matthey, Johnson Controls или Ван Хол, после 2-3 години ќе можете и сами да извезувате на европскиот пазар или на американскиот пазар. Ете, тоа е она што е перспективата за домашната економија во делот на интеракцијата, на поврзаноста меѓу странските и домашните компании. Арсовска, имаат ли капацитет и ресурси домашните компании да одговорат на потребата која ја наметнуваат странските фабрики во земјава и да ја засила таа соработка? Капацитет, тоа посекако имаат, дока се изминатите 2 години, онаа целокупна соработка која што беше воспоставена. Ресурси, нели нормално компаниите, како што кажавме, во изминатите години покажаа одредена жилавост, ги користат сите средства кои што им се на располагање, дали е тоа од аспект на субвенционирање, дали е тоа од аспект на кредитирање по поволни каматни стапки. И долгорочно гледано, значи не зборуваме за снабдување на зоните, туку долгорочно гледано капацитет дури има да станат и дел од оние компании кои што ќе се вклучат во зоните, ќе можеби отпочнат, ќе научат нешто повеќе и ќе отпочнат со употребување на овие високи технологии во сопственото производство, што навистина би било корисно за државата, не само од аспект на зголемување на извозот, туку едноставно од аспект на тоа што домашните компании во секој случај овие средства кои што ќе ги генерираат при производството остануваат во Република Македонија. Да, странските компании ја променија извозната структура, но анализирајќи се што извезуваме од Македонија и кои фабрики се присутни во нашата земја, може ли да кажеме дека земјава се наметна како лидер во регионот? Јас пред одговорот на тоа прашање друго би сакал да додадам уште 2 елемента како квалитативни би требало да ги спомниме кога говориме за влијанието на странските директни инвеститори и особено во односите со домашните снабдувачи. Неодамна слушнав дека околу 500 домашни фирми се на некој начин снабдувачи, како ќе викаат англичаните, suppliers и така, за да можат да им добавуваат соодветни суровини и репроматеријали за да се произведува финалниот производ кој што понатаму излегува во странство. Значи, на некој начин ја зголемуваат конкурентноста на домашните фирми за да тие им се наметнат на странските инвеститори во смисла дека тие нудат квалитет кој што одговара на финалниот производ во однос на квалитетот, затоа што на запад не може да оди полуфабрикат или полуквалитетен производ, треба да оди целосен квалитет. Тоа е едната работа која што очекувам да се поразвие во следниот период и втората работа е што странските инвеститори на некој начин го променаа системот на корпоративно управување или вршат притисок на менување на корпоративното управување во нашите фирми, особено во менаџерското постување, во наградувањето на менаџерските тимови, во структурата на организирање и работење на фирмите и така натаму, нешто што одговара на структурата на менаџирање во странските инвестиции за да може сето тоа да биде компатибилно како една целина. Веќе нема да го делиме производот дали е овој дел од македонска или од странска фирма, како што рековме, туку ќе биде една Made in Macedоnia и тој така ќе излези. Меѓутоа за да биде така потребна е соодветна корпоративна структура на нашите домашни фирми. Вториот дел беше да се менува извозната структура во други производи.
Не зборуваме дека генерално присуството на странските компании во зоните влијаеше на салдото на вкупниот извоз и ја смени малку извозната структура, но ве прашувам и да направиме компарација со земјите од регионот. Знаеме дека и Србија го копираше македонскиот модел за привлекување странски инвестиции во однос на роудшоата. Имаше и примери кога некои светски гиганти наместо во Романија или во некои други земји. Дали ќе бидеме лидер, нели, во тој дел. Дај Боже да бидеме, би посакале, значи условите им се понудени, меѓутоа веројатно ќе треба да помине некое време за да сето тоа лидерство се манифестира во зголемени бројки на странски инвестиции во смисла на пари, во смисла на фирми, во смисла на нов број на вработени и така натаму. Перспективно да, во моментот се уште не, заради едноставно состојбата во која што земјата се наоѓа и што ни се наметна со политичката криза, така да и тие се предпазливи. Се покажа ли македонскиот модел за привлекување странски инвестиции како успешен? Па, ако ги гледаме податоците, колку инвестиции се реализирани во овој период, евидентно е дека имаме значителен успех. На пример, меѓу 2007 и 2015 вкупно 2,3 милиарди евра се реализирани странски директни инвестиции во Република Македонија. Значи влегле 2,3 милиарди евра странски инвестиции. Предходно, во предходните десетина години и повеќе, имаше само 500 милиони евра во времето кога друга политичка опција ги креираше условите за водење бизнис, така да кажем. Зборот ми, ако се спореди така, евидентно е дека неколкукратно 3-4 пати повеќе се сега странските инвестиции. Ако се споредиме со другите земји, во одредени фази, во одредени етапи и зависи од кој аспект го гледаме, има земји што биле поуспешни, но има и објаснување за тоа. И зависи како го гледаме тоа, но има и земји што се задна. Значи, има земји кои што, например, имаат поголем износ на инвестиции, но тие се главно во туризмот, во недвижности или слично, како што во еден период беше или Хрватска, и која што е и поголема земја. Македонија почна од една многу неповолна ситуација, кај што земјата е мала како пазар, нема излез на море, значи немаме некој атрактивен дел, освен тоа што е знаењето наше, квалитетот на луѓето и бизнес климата. И во тој дел, продорот што го правиме во овие 4-5 години, трендот што го гледаме на се поголем број на странски инвестиции и концентрацијата нивна во автомобилската дејност, која што е најсофистицирана од аспект на квалитет на производ, е многу позитивен, бидејќи во многу држави се случи градежен бум во недвижности на база на странски инвеститори, кои што гледаат да ги негде парите да ги вложат и потоа ги напуштаат тие земји и останаа само проблемите. Кога имате производство, како што е индустрија автомобилска, тоа е потрајно и поквалитетно од аспект на квалитет на инвестициите. Меѓутоа, на нас е да видиме како понатака да ги задржиме тие инвестиции и, како што реков, се повеќе домашни компании да може да ги оспособиме за да се вклучат во тој процес. И бројките што беа спомнати од 500 компании се точни и тие се во сите фази практично. Од кога ќе дојде странски инвеститор, уште првично кога треба да го изравни земјиштето, па да направи хала за фабрика, користи домашни македонски фирми. Кога треба да купува храна за работниците, користи македонски фирми. Кога треба да купува репроматеријали некој, разговара да види дали може да најде таков производ во Македонија. Значи во сите сегменти на работењето, ако му требаат правни совети, ако му требаат компјутерџи, ќе се обрати кон домашни фирми и слично. Ние направивме еден пилот проект во контекст на ова што председателката на ССК го спомна околу се поголем број домашни фирми, дали имаат капацитет или немаат. Значи, моето мислење е дека домашните фирми секако имаат капацитет и се покажа преку првите фирми домашни што влегува во зоните, но и преку многу други примери. И на база на еден пилот проект идентификувани се сега 5 компании кои што имаат најдобри предиспозиции за 2016 да почнат да работат како снабдувачи на странски компании, но на пошироката листа се околу 200 компании од Македонија. На база на контакти меѓу странските компании и овие компании дојдовме до поширока листа од 200 компании. И сега што правиме? Анализа, ангажираме странски експерти кои што ги знаат работните процеси и кои што ќе влезат во овие фирми и ќе видат каде нешто недостасува. Ако требаат финансиски средства да се купи CNC машина или не знам друга некоја опрема, ќе идентификуваат и ќе најдеме начин како да се обезбедат тие средства. Ако треба
менеджерскиот кадар да му се унапреди знаењето од аспект на организација на работа или слично, исто така. И сите тие гепови што се вели во нивното работење да се идентификуваат се со цел да може во еден период од година-две да се оспособат 50 на 60, 100 или повеќе фирми домашни кои што ќе можат да се вклучат во овој процес. Тоа е планот што го имаме и она што го правиме на терен за да го помогнеме и да го забрзаме тој процес. Да, домашните компании се наметнуваат како директни соработници со странците, но од друга страна во последната година, ланската 2015-та, некои од домашните мали и средни компании учеа многу од странските консултанти. Какво искуство добија? Странските консултати беа еден проект кој што, да кажеме, најде на некое негодување, да кажеме, во македонската јавност, можеби од аспект на тоа, бидејќи недоволно беше појаснато која е нивната функција. Тие беа консултанти кои што беа доведени од страна на владата од аспект на повторно одреден тип на висока технологија или на одредени процеси за кои што за жал во овој момент во Република Македонија таков тип на консултанти немаме или не располагаме. Затоа за излегување на пресред на потребите на овие домашни компании кои што има проблеми во тековното работење или пак бараа можност како да го напредат своето работење со цел да го зголемат дали производниот процес или услугата која што ја нудат, ја има таа уникатна можност, добија на располагање консултант кој што мислам дека се како ресурс нешто кое што навистина го искористија и веќе отпочнуваме да ги гледаме првите ефекти и резултати од оваа можност. Професори, во вакви турбулентни времиња сепак кондицијата на бизнис секторот е добра, а каде гледате дека може таа да се унапреди? Можности за напредување има секогаш. Значи, од секогаш сум велел во вакви прилики дека македонската економија има една латентна, ја викаме ние економистите, или скриена способност да се спротивставува на тешкотиите со кои се соочува, затоа што и по кој знае кој пат ќе кажам дека во изминатите 25 години нашата економија била изложена на толкав голем број на шоковни действија, домашни и надворешни, како што ние една земја во историјата на човештвото што не доживеала, а сепак бележиме стапки на растеж во последните години преку 3%, 3,5% и така натаму. Што значи можностите ни се присутни, можностите треба да се искористат, првенствено тргнувајќи од извонредната деловна клима која што е поставена во Република Македонија, која ретко каде ја има. Сега ние ги имаме лоцирано секторите каде што најмногу може да се делува и тоа статистиката го потврдува. Треба да продолжиме пред се со градежништвото, затоа што имаме уште доста да работиме. Веќе Македонија можеме да ја гледаме како еден вид градилиште, каде и да појдете некаде нешто се гради. И тоа треба да го продолжиме, да го довршиме она дело кој што е започнато, затоа што тоа е еден вид или дел од моделот на растеж на македонската економија. Градежништвото од една страна на инфраструктурата, а од друга страна странските инвестиции, за да после дојдеме до третиот модел кој што би ни следел последователно со зголемување на општествениот производ и зголемена потрошувачка. Днес во овој период не можеме да говориме за некои големи растежи на потрошувачката, онака како што сега Кина се прешалтува од модел на странски инвестиции па на модел на потрошувачка, туку ние треба да ги завршиме овие домашни задачи околу инфраструктурата, странските инвестиции и понатаму да го потекнуваме растежот на домашната поборувачка. Инвестиции, раст. На почетокот на емисијата рековте дека економијата е светла точка на политиката и сите оние случувања. Како прв финансиер, во каква кондиција е државната каса? Како се држи буџетот во овие турбулентни времења? Па, штом не ме слушате многу, значи буџетот е во добра кондиција. Нема некои посебни работи што треба да се истакнат. Буџетот ја заврши 2015 година подобро од планираното. Имавме буџетски дефицит кој што беше понизок од проектираниот, значи беше проектиран 3,6%, завршивме со 3,5%. ММФ прогнозираше 4,2% дефицит, значи сакам да кажам дека кога зборуваме за проекциите на ММФ, на Светска банка, на Европската комисија, секогаш со почит зборуваме за истите, но и тие луѓе некогаш кои што се најдобрите професионалци на светот знаат да сгрешат или знаат на база на во одредени околности ги прават тие проекции, како што и ние ги правиме. Затоа треба да се избегнува дискусијата која што се наметнува во Македонија често, дали децималата била погодена или не била, дали е 3,2 или е 3,4. Ако споредиме што во исто време остварува Хрватска.
Хрватска не може во позитива да дојде 6 години, на нула не може да дојдат. Прв пат оваа година, 2015, излегува од негатива. Што прави Словенија? Исто така, 1% раст, 2% раст, значи, или Србија. Значи, ако ние го погледнеме така нашиот раст кој што во континуитет е над 3% во изминатиот период и со перспективите што ги имаме за над 4%, сметам дека тоа објективно дава добра слика за Македонија. Да се вратам на буџетот, значи имавме надфрлање на приходите во делот на данокот на профит и данокот од акцизи, односно средствата што се прибираат приходите од акциза. Имавме мало потфрлање кај ДДВ-то, кое што беше главно изразено во првата половина од годината, во оној кризен период кога логично потрошувачката страда заради политичките ситуации во земјата и во тој аспект вкупно ДДВ-то потоа се опорави, да речеме, од аспект на приходите, меѓутоа сепак во однос на проекцијата беше пониско нешто од проектираното. И во целина буџетот на расходната страна беше како што планиравме, значи капиталните инвестиции ги реализиравме за 6% повисоко отколку во 2014 година. 300 милиони евра од буџетот, значи, завршија за проектите за кои што зборуваше професорот Неновски, изградба на болници, на училишта, на канализации, на водоводи, на спортски објекти, на енергетски објекти и слично, како инфраструктурни проекти, и плюс уште 150 милиони евра од буџетот на јавното предпријатие за патишта беа во патната инфраструктура, во оние автопати и други регионални и локални патишта. Значи 450 милиони евра директна поддршка за стопанството, би рекол на некој начин, бидејќи во 95% од тие случаи или како изведувачи или како подизведувачи се вклучени македонски фирми во делот на градежништвото, а исто така имаме и, како што реков, фирми од индустријата. Значи, со сето тоа буџетот даде сериозна поддршка и на економскиот раст и заврши, како што реков, во рамки на предвиденото, односно со помал буџетски дефицит. Така очекувам да се реализира и 2016 година, бидејќи ако успеавме 2015 во такви тешки политички околности со буџетот добро да се справиме, не очекувам да има некои посериозни проблеми. Најважно е да се одржат изборите како што е планирано, за да овозможиме на стопанствениците да имаат долгорочна, 4-годишна предвидливост на политиките и стабилност на политиките, бидејќи нема поважно нешто за стопанството од стабилноста и предвидливоста на политиките. Да, стабилноста, политичката стабилност е многу важна за бизнис секторот. Колку оваа неизвестност ги намали нарачките и дали ќе продолжи стабилноста доколку се биде реализирано и спроведено како што е договорено меѓу политичките партии? Сега во политичкиот дел не би навлегувала. Генерално, она што е најважно е дека компаниите кои што извезуваат или кои што имаат своји партнери во странство, имаат долгорочни договори кои што се од повеќе годишен, дали од 1 до 5 годишен, да кажеме, период. И можеби тоа е причината поради која што не видовме некои одредени турбуленции по тој однос. Меѓутоа, од аспект на тоа дека сигурноста е потребна и покрај тоа што ние сме, можам да кажам, континуирано во еден избирачки циклус, важно е да се знае дека после еден одреден период ќе дојдеме до одредена политичка стабилност како би можеле да отпочнеме со оние инвестиции кои што биле зацртани, меѓутоа кои што не биле отпочнати баш поради оваа несигурност. Колку и да сакаме да сме оптимисти, а оптимисти сме, бидејќи друго ништо не ни останува. На крајот од денот важно е тоа дека ниту еден од стопанствениците нема да си дозволи сопствениот бизнис да го доведе во ризик, да во несигурни времења направи некој голем зафат или голема инвестиција. Секоја чест на директните инвестиции кои што доаѓаат и кои што се одлучуваат за инвестирање, меѓутоа дали поради помалиот обем на средства со кои што располагаат македонските компании, сепак тие со резерва гледаат и чекаат да се разреши оваа ситуација која што имаме веќе наназад цела година во Македонија. Сигурноста му е потребна на бизнис секторот, но и на граѓаните. Денарот засега останува стабилен. Колку може да бидат и граѓаните безбедни во тој дел?
Јас ќе го дадам тој одговор, иако тоа е прашање за министерот и за гувернерот, затоа што тие двајцата се најнадлежни според законот за Народна банка и за девизно работење во однос на стабилноста на курсот на денарот. Мислам дека нема никакви нити потреби, нити изгледи за некаква промена во стратегијата која што ја користи Народна банка на Република Македонија за остварување стабилност на цените, а тоа е стратегијата на девизен курс кој е врзан за еврото. Резултатите досега беа евидентни и сега апсолутно не се појавуваат никакви некои турбуленции во однос ни на девизните резерви, ни во состојбите на платниот биланс, кои што би наложиле некаква промена на девизниот курс на денарот. Од друга страна, секогаш кога се зборува за промена на девизниот курс, се смета дека би била потребна девалвација. Никој не гледа и од другата страна што би било ако се изврши ревалвација. Кој тогаш би добил? Оти сега извозниците се тие што навиваат за да се изврши девалвација. Меѓутоа, евентуална девалвација ќе значи повеќе кратна загуба за државата, за која што должи спрема странство и треба да враќа пари, а користи денари за да враќа девизи, нели? За граѓаните кои се задолжиле во девизи или со девизна клаузула, па ако е евентуална девалвација би значила зголемено враќање во услови на иста плата или можеби немање плата или намалена плата, за фирмите кои земале некакви кредити спрема странство или спрема банките со девизна клаузула, според таа негативните реперкусии од евентуална промена на девизниот курс, особено во правесна девалвација, би биле повеќе многу кратно поголеми отколку што би биле некакви бенефити или користи за некои фирми, особено за извозниците. Според мене нити е време, нити има потреба, а мислам веќе дека нема ни можност за тоа да се врши, затоа што било според мене депласирано. А министерот ќе си каже тоа, нели? Ќе каже, да, затоа е тука, вас ве прашам сепак од позиција на поранешен вице-гувернер. Може би има спротивно мислење, може да подготвиме нешто, не дај Боже. Јас мислам дека професорот Неновски ме знае и се знаеме од времето кога беше вице-гувернер Неновски, а јас директор на истражување во Народна банка и го имаме од тогаш расчистено ова, дека за Македонија најдобар режим на девизен курс е овој што го имаме, фиксен и стабилен девизен курс. Нема ни една причина да се разговара за тоа, камоли да се размислува, едноставно фиксниот девизен курс е стожерот кој што ги дисциплинира сите, и државата, владата, мислам, и стопанските субјекти да не очекуваат дека преку движење на курсот ќе се постигне некаква конкурентност или некој ќе кари, некој ќе изгуби. Курсот е тој што е и тој ќе си биде. Нема ни една причина, впрочем, и од аспект на понуда и побарувачка на пазарот, бидејќи се додека фискалната и монетарната политика се добро искоординирани, нема големи буџетски дефицити, се додека имаме прилив на девизи, а го имаме по сите основи, по странски инвестициите што ги кажавме и сите други, како инвестиции од аспект на странските инвестиции, но и од аспект на приливите од подознаки и слично, нема ни една причина логична, економска да се размислува за друг режим на девизен курс. Но и сите аспекти што ги кажа професорот Неновски се точни од аспект на тоа дека на многу луѓе тоа би им одмогнало, а на никому не би му помогнало, затоа што само ќе обезбеди 3-месечен, да речам, стимул за неколку компании и потоа тој стимул ќе се изгуби ако не си конкурентен, ако не си спровел реформи, тоа не помага. Впрочем, примерот на соседна Србија, кај што имаше многу придвижување на девизниот курс, а економијата со пониски стапки на раст. Примерот на бивша Југославија, кој што го знаат сите повозрасни, Југославија имаше најголем број на девалвации, ако со девалвација се одеше напред, таа ќе беше, да речем, како економија во тој дел ќе имаше корист. Меѓутоа, курсот е за Македонија, за мала економија, добро да остане вака како што е, како режим, и тоа е согласност меѓу владата и Министерството за финансии представувано, која што представува владата и Централната банка, дека овој режим на девизен курс ќе остане и натаму и стабилен ќе биде курсот на денарот. Ние имаме едно последно искуство за девалвација која се изврши на 9 јули 1997 година и точно толку колку што рече министерот, 3 месеци трае ефектите позитивни за некого позитивни и се исцрпеа. Што значи дека едноставно немаше потреба да се донесе таа мерка затоа што нема ниту среднорочен, а камоли долгорочен позитивен некаков ефект. Истото би било и сега, али негативностите би биле поголеми. И уште нешто е многу битно што го кажа министерот, јас го потенцирам секогаш на студентите кога предам, и синхронизирана или хармонизирана активност на двете институции, монетарна и фискална политика, односно двете сестри близначки, како тие обмилуваат да го кажат студентите. Стабилен курс е важен и за бизнисот, но многу важен сигнал за приватниот сектор и пристапот до капитал, до ефтини кредити.
Често пати можеме да слушнеме забелешки од дел од бизнисмените дека банкарскиот сектор се уште не го одврзува кесето и покрај книжењето на добри профити не дава лесно кредити. Дали е се уште така и каква е соработката со Македонската банка за поддршка на развојот во однос на ефтините кредити? Забелешките кои што сте ги начуле, можам да кажам дека се сигурно на место. Тоа го кажуваме постојано, меѓутоа за жал предвижувања некои подрастични нема. Наоѓаме на некои, можеме да кажеме, спротивставени мислења од аспект на бизнес секторот, односно бизнес заедницата, стопанството од една страна и банките од друга страна, а тоа е кај нив, да кажеме, има некои од време на време оправдување дека македонските компании, односно македонското стопанство нема добри проекти кои што можам да кажам во целост дека е навистината. Доказ за тоа преку Македонската банка за поддршка на развојот, која што ја споменавте, која што стимулира дел преку комерцијалните банки, нели нормално, и дел од оние средства кои што беа од Европската инвестицијска банка ставени на можност за користење на компаниите. Видовме дека во повеќе транши скоро целосно беа искористени врз основ на добри проекти. Со тоа имаме доказ дека македонските компании, кога им се понудени свежи средства под поволни каматни стапки, дека навистина ја користат оваа можност и ете во тешки моменти и во време на најголемата криза тие инвестира, работеа, растеа. Мислам дека треба да се придвижат банките да направат една отстапка, да почнат со чекар во правилната насока. Тоа го докажа во проектот Купи куќа, купи стан за граѓаните и за кредитите кои што ги овозможија дека може каматната стапка да падне и под 3% и се надеваме дека и за стопанството ќе понудат, затоа што гледаме дека оние нефункционални кредити не се на некое, да кажеме, високо ниво, што би значило дека сите оние компании кои што земаат и користат кредити, дека навремено си ги сервисираат, да кажеме, обврските, а оној мал процент кој што тоа не го чини, тоа е секако ризикот кој што е превземен во работењето. Да, ако споредиме со минатите години кога лошите пласмани беа високи, сега анализирајќи ги извештаите, финансиските извештаи, нема голем раст на нефункционалните кредити. Министри, има ли доволно свежи пари за стопанството во Македонија и колку владата помага со ефтината кредитна линија во однос на соработката со приватниот сектор? Јас сум разговарал со доста банки, со банкарите и со доста фирми. И вистината е некаде можеби на средината, можеби треба да го сведеме проблемот на еден субсет на фирми, а тука се пред се малите и средни фирми кои што се можеби повеќе погодени диспропорционално во однос на големите фирми од релативно рестриктивната кредитна политика на домашните банки. Поголемите фирми се подолго време комитенти на овие банки, повеќе ги познаваат, полесни се за оценка и слично и полесно доаѓаат до средства. Кај е реалниот проблем за кој што се жалат фирмите со право е кај малите и средни предпријатија кои што имаат пократка кредитна историја или кои што предлагаат проекти кои што можеби се уникатни, не се вклопуваат во некои шаблони на кои што се навикнати банките да од аспект на одобрување на средства, хипотеки и слично. Тука треба малку можеби, јас би рекол, поголема креативност и иницијативност од страна на банките, не само да стандардни производи да нудат и да чекаат, туку и да им пристапат на фирмите и да им помогнат во еден дел во подготовките на проектот за кој што треба да им се одобрат средства. Значи, на запад во тој дел банките се поприлично поактивни, посебно кога станува збор за проект кој што во основа е добар, има потенцијал, но му недостасува еден дел што треба да се доработи, преработи за да може да се вклопи во банкарските критериуми. Тоа е она што мислам дека треба да се види. Меѓутоа, за жал во изминатиот период имавме ситуација каде што дел од поголемите банки во Македонија има ограничување од аспект на политиките на нивните банки мајки во другите земји од каде што се централите и на тој начин тоа влијаеше на некој начин и врз работењето на овие банки во Република Македонија. Ние сме мала земја и ако една или две банки подзастанат во тој дел, веднаш се чувствува врз кредитниот раст. Што владата може да направи во тој дел е она што го направивме. Од 2009 до 2015 обезбедивме субсеквентно последователно неколку кредитни линии од ЕИБ
кои што ги вкупно изнесуваат 350 милиони евра и кои што во голем дел се искористија од домашните фирми. Ние ја субвенциониравме каматата за да биде пониска за фирмите, значи да биде 5,5%, конечно да речем вкупната камата, и на тој начин помогнавме голем дел на фирми да дојдат до средства, бидејќи евидентно беше дека политиките на домашните банки се од сопствени средства малку помалку во одреден период, посебно кога избумна кризата и непосредно после тоа да одобруваат. Така да тоа е тоа што ние можеме да го правиме и во делот на пристапот до кредитни средства, меѓутоа има уште простор тука, би рекол, за подобрување на работите. Јас би додал уште нешто на нашо министерство, са пред последното што го кажа, а тоа е односот на мајките банки. Некаде пред кризата обемот на лоши пласмани или ненаплатливи или како ние ги викаме контаминирани пласмани некаде беше 5,5 до 6% од вкупната актива на банките и дојде кризата. И како дојде кризата, така лошите пласмани почна да се зголемуваат, односно одредени фирми не можеа да ги враќаат тие кредити, за да најдна се дуплира обемот на лоши пласмани кој се стабилизира. Сега е некаде околу 11,5, 12, пак 11,5 и така натаму. И тоа веројатно влеа страв кај банкарите и кај мислам домашните нашите и нивните мајки во странство, од каде што дојде директни наредби и забрани и ограничувања што гувернерот неколку пати го потенцира, дека тоа е главниот фактор зошто тие не се толку раскрилени во одобрувањето кредити. После тоа настана тие политички, економски кризни состојби, тие бараа начини каде да ги пласираат средствата да бидат сепак со мала изложеност на ризици. Тоа беа потрошувачките кредити. Ланска година нагло почна потрошувачките кредити да се зголемуваат, заради што дојде и апелот и сигналот сушност од Народната банка дека тие треба да подзапрат со кредитирање на со давање кредити потрошувачки, затоа што ако се сеќаваме добро, растежот на потрошувачките кредити со преку 40% за 4 месеци во 2008 година за подолго време од после 15 години не доведе до инфлација од 10% до крајот на јуни 2008 година. Исклучителна причина беа потрошувачките кредити. Затоа гувернерот предупреди за да тие подзапрати, тој дури донесе некакви мерки во смисла на ослободување од задолжителна резерва на орочени депозити и така натаму. И веројатно тие беа некои промени кои настанаа и кои предизвика во декември да имаме висок растеж на кредитите за стопанството. Веќе за 10% се зголемија кредитите, за јануари немаме податок, што значи одредено придвижување веќе има. Дај Боже да се движат работите во тој правец во кој што стопанството го бара и дај Боже да ги има тие проекти за кои што банкарите стално велат, секој добар проект ние сме спремни да го финансираме. Така ги слушаме нивните главатари на банките, нели? Ако е тоа така, а стопанствениците велат дека имат добри проекти, би било идеално да видиме да тие слободни пари, а имат банкарите многу слободни пари, да ги пласираат во стопанството. Арсовска, имаат ли фирмите добри и квалитетни проекти? Нудат ли тие до банките издржани проекти кои деловните банки би ги финансирале? За жал, тука малку да се навратам на последно споменатото на професор Неновски, дека во декември месец е зголемен пласман, кој што малце... Така е соопштено, верувам дека тоа вистина, меѓутоа најголемиот број од тие пласирани кредити за жал се за сервисирање на редовни обврски при крај на годината на компаниите кои што имаат потреба од исплаќање на К15 и слични обврски согласно, да кажеме, крајот на годината, данокот исплати и така натаму. Не верувам дека овие зголемувања во издавањето на кредитите се темели на она кој што претходно го разговаравме, а тоа е зимање на долгорочни кредити, кои што би претпоставувале дека на компаниите треба да им се даде некоја добра каматна стапка под која што тие би можеле да си го дозволат истото на рок од 5 до 10 години, да кажеме. Така да, генерално, тука мислам дека оваа информација која што имате, дека најмногу се должи на ова што предмалку го спомнав, а дека компаниите имаат навистина добри проекти, имаат. Може би треба некое раздвижување да се случи во банкарскиот сектор, тоа од аспект на тоа дека во овој момент сега можам да зборам нормално, немаме другата страна тука пред нас за да може да ги соочиме фактите, меѓутоа сепак повторно сметам дека се работи за едно здружено работење да се избере полесниот пат, односно на пласирање на сигурни, да кажеме, камати, на собирање на сигурни провизии, кои што во секој случај не би требало да биде целта на банките, односно би требало да го подпомогнат стопанството, а не само да ги собираат каматите и провизиите. Како тоа би се постигнало со тоа што на овој пазар може би требало да дојде само една банка која што ќе понуди
барем еден нов производ. Не може да сме ние единствена држава од околината која што нема нов производ, за производ да го сметаме тоа што Европската инвестициска банка преку МБПР го нуди во комерцијалните банки. Затоа единствено во Република Македонија можам да кажам еден од ретките примери каде што банките имаат толкови големи добивки, за разлика од соседните држави каде што гледаме дека дури странските банки повикани од своите мајки, да кажеме, ги повлекуваат своите подружници во околните држави и гледаме намалување на бројот на банки во Србија конкретно можеме да го кажеме примерот. Значи очекувате да има некакво спојување или прегрупирање во банкарскиот сектор или влез можеби на некој нов бренд? Па не би рекла прегрупирање, колку што би рекла да се ограбри барем еден, да биде пионер во тоа да донесе нов производ кој што би можеле да го искористат компаниите, а во секој случај јас не верувам дека нема ниту една банка на светот да даде да кажеме кредит или да се отвори, да се изложи спрема компанија која што нема да процени дека има можности на долг рок нормално да си ги сервисира врските. Да, ставот на банкарската фела е дека тие сакаат да вложуваат во сигурни проекти, но од друга страна сепак вие очекувате дека треба малку позасилено да го кредитираат приватниот сектор. Секако да имавме представник од деловните банки, може ќе ги судревте аргументите, но во некоја наредна прилика. Почитувани гледачи, вие сте со телевизија Нова, разговараме за најновите економски движења, проекции, очекувања, подсетување. Мои гости вечерва се претседателката на Сојузот на стопански комори Данила Арсовска, универзитетскиот професор Томе Неновски и вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Македонската економија е на добар пат, далеку сме од грчко сценарио. Каква е состојбата со долгот? Знаеме дека на оваа тема има многу различни ставови во јавноста и едно од најчесто оспоруваните или, како да речам, најчесто анализираните теми помеѓу власта и опозицијата. Па веројатно е пропулзивно политички гледано, бидејќи долгот беше тема во Европа, во светот и македонската опозиција веројатно процени дека треба од тоа да прави тема и во нашата земја. И 6-7 години јас ја слушам таа приказна која што неколку представници од опозицијата ја наметна како тема од аспект на тоа дека Македонија е пред банкрот, Македонија ќе се случи грчко сценарио и слично и еве поминаа 6-7 години, може секој да си оцени дали е точно тоа, дали е неточно, кој бил во право. Јас во сите тие настапи секогаш се држев до бројките и до аргументите. А аргументите се многу едноставни. Никој добар економист не би смеел, никој што сака за себе да смета дека е добар економист, да ја споредува Македонија со Грција, во ситуација кога долгот на Грција е 4 пати повисок од долгот на Македонија, како процент од бруто домашниот производ. Второ, никој добар економист не би смел да ја оценува состојбата во Македонија како алармантна, дека е многу задолжена Македонија, ако Евростат, кој што официјално објавува податоци за јавниот долг, ги објавува тие податоци, според нив Македонија е меѓу 5, 6, 7 најмалку задолжени во Европа. Значи, меѓутоа што прави опозицијата? На секоја аукција сега, предходно на секој кредит што ќе отиде во собрание, се прави толку голема галама да во јавноста се дојува впечаток дека кој знае што се прави околу задолжувањето. А кога наредниот ден ние се раздолжуваме, кога плаќаме обврски по стари кредити, тогаш ќутат и никој не го соопштува тоа. И никој не знае денеска, можеби ние треба тоа да го зборуваме, дека во 40 кредити од времето на СДСМ се уште активни и се уште ги плаќаме во моментов. Минатиот декември исплативме 150 милиони евра долг што е направен во времето на СДСМ. Значи се работи за една ситуација која што е наметната од политички причини, како дел од политиката, од политиканството би рекол, меѓутоа нема реална основа. Едноставно Македонија и Грција се неспоредливи, македонскиот долг е во зона на умерени вредности, значи Македонија е умерено задолжена, ниско до умерено задолжена земја се уште сме. Нема ни една причина никој да биде загрижен. Секој од нас е одговорен за својата работа. Јас сум сега министер за финансии, после мене ќе дојде друг и сакам кога ќе си заминам од таа позиција и јас, како и секој член на владата, да си заминам со образ за да можам да кажам сум оставил во земјата здрави финансии и за долгорочно и за буџетот и за идните генерации. Не би си го ризикувал сопствениот авторитет или авторитетот на
економскиот тим на владата, да навлеземе во висока задолженост, да имаме проблеми, да се создадат ситуации како што во многу други земји се создадува. И јас често ги прашувам нашите политички конкуренти, добро, како вие би коментирале ако за 43% или 47% или 45% долг во Македонија, колку што е нашиот долг, вака коментирате со толку жестина, како би коментирале ако сте во Хрватска, кај што има 89% задолженост Хрватска има? Како таму опозицијата толку не прави од тоа проблем, а вие со 43% претходно, сега заради еврообврзницата привремено се подигна долгот и одма во 100 медиуми беше тоа објавено како кој знае што да е. А повторно, како отплаќаме сега, долгот постепено нели ќе се стабилизира на одредено ниво. Значи, сета таа дебата сметам дека е неиздржана од аспект на бројки. Ние сме многу внимателни кога станува збор за задолжување, враќаме многу кредити, враќаме средства на банките за да ги пласираат во стопанството, исплаќаме стари долгови, реализираме проекти онолку колку што смееме, го исплативме пред време Парискиот клуб 2007-2008 година и одредени средства кон Светска банка, значи предвремено се раздолживме. Кон ММФ минатата година предвремено го вративме долгот, значи тотално е неспоредлива ситуацијата меѓу Македонија и Грција или меѓу Македонија, ако сакате дури и соседните земји. Сите соседни земји, Србија, Хрватска, нагоре што се, сите имаат многу повисок долг од Република Македонија како процент од бруто домашниот производ. Тоа е вистината и тоа е реалната ситуација. Професоре, успеа ли Македонија да остане ниско задолжена земја? Од прилика го добивме одговорот од министерот, меѓутоа се вратиме во минатата година затоа што таа сега е актуелна, нели, долгот од 47 како јавен долг, 47% бруто домашниот производ се експлоатира и при тоа се заборава да се направи една компарација меѓу долгот кој што го имавме на крајот на 2014 година кој беше 46, значи 1% поен. Еве соседна Бугарија ќе ви кажам дека пред 3 години имаше 13% и денеска има 30% јавен долг од бруто домашниот производ. Естонија, која што беше исто така најмалку задолжена со 4-5, сега веќе има 12%. Значи таму процентните поени на задолжување, обемот на задолжување е се поголем. Всушност во најголемиот дел од светот задолженоста е се поголема и се поголема. Се поголема се брои во илјадници милиарди моментално. Грубата бројка на вкупната задолженост на земјите во светот е околу 70.000 милиарди. 70.000 милиарди евра. Са во тие рамки ние сме со тие 4,2 милиарди кои што од кои 304-5 милиони колку ли ги имавме во крајот на последното 3 месеци од 2015 година, што е резултат на евроврзницата од 270 милиони, од кои 150 се вратија веднаш за раздолжување, 120 за покривање буџетски потреби и некаде остатокот се земаше од домашниот овај пазар. Меѓутоа, јас ќе зборувам она што влегувам во зоната на министерот. Тие средства беа како средства предвидени за финансирање на буџетскиот дефицит за 2015 година, нешто што парламентот го одобри. Што значи дека тие проекти кои биле проектирани за да се реализираат во текот на 2015 година требало да се завршат. Завршувањето било планирано со буџетски дефицит кој што и се реализирал. Немаме некоја силна динамика на зголемување на јавниот долг. Особено ако се погледа структурата на јавниот долг според шемата која ние ја користиме, нели, според методологијата. Во неја ќе најдете и долгови кои што ги има ЕЛЕМ, ги има МЕПСО, ги има МБПР, тоа се институции од државен карактер, меѓутоа кои се задолжуваат во странство и ги враќаат парите од сопствени приходи. Тие се пазарни институции во државна сопственост, меѓутоа пазарно действуваат. Тие парите ги враќаат од сопствени приходи. И сега ако ги земиме нивните долгови, да ги елиминираме што Светска банка понекогаш го прави во своите методологии, долгот не е 47, туку е 42%. И плюс тоа, некаде во шемата или во методологијата на јавниот долг, ќе најдете една бројка од 774 милиони евра кои што се гаранција на државата. Значи тоа не се пари земени, туку се потенцијална обврска на државата што би се случило кога би се случило во некој едно време ако некој од должниците не ги врати парите. Спрема тоа, методолошки ако се наблюдува, долгот како процент може да се намали. Како и да е, битно е одржливоста каква е. Ако ние во идниот период, веројатно така и напишано во фискалната стратегија, успеваме буџетскиот дефицит да го намалуваме постапно, а од друга страна со сите оние елементи кои претходно ги говоревме во текот на емисијата, бруто домашниот производ да го зголемуваме со повисока стапка, еве ги тие две разлики кои што ќе обезбедат одржливост на јавниот долг, негово стабилизирање и дај Боже постепено и негово намалување. Да би сакал уште еден аспект да спомнам околу долгот, освен што е битно
како висина на долг и одржливост, битно е и користењето на средствата. Значи, што ќе се случише ако Република Македонија не реализираше толков голем број на проекти од буџетот, а тие проекти се практично тој дефицит за кој што зборуваме, за кој што се направил долгот. Ако не реализиравме такви проекти во периодот од 2009 кога светот и Европа беа погодени од кризата, ќе ни се случеше длабока рецесија, како што им се случи на многу други земји кои што не го спроведоа ова. Тие беа претходно многу задолжени и не можеа веќе да се задолжуваат или не можеа да реализираат толков голем број на проекти и затоа економијата трпеше, патеше, стопанството кај нив полоши остварување имаше, пропаднаа фирми, бркаа работници од работа и слично. Кај нас ова беше една политика во периодот на криза, бидејќи пред кризата, пред време отплативме долгови, некаде од 33-34% на 20% го намаливме долгот, тој простор да го искористиме во периодот на криза за да реализираме голем број на потребни проекти, значајни проекти, како што се изградбата на патишта, изградбата на пруги, гасификација во делот, еден дел кај што се реализира, комунална инфраструктура, локални патишта, училишта, болници и други проекти. Значи, битно е и тоа што секој од тие проекти има дополнителна вредност, бидејќи понатака ќе овозможи подобра конкурентност или подобар живот за граѓаните. Значи, едно е да внимавате колку вкупно го се задолжувате, второ е да внимавате од аспект на тие кредити, проекти, за што се наменети и секој од тие кредити е денеска видлив. Порано имало стапка на задолженост, ми се чини околу 40% беше задолженоста пред околу некаде таму 2003 година. 2005 равно 40. Или 2005-та. Меѓутоа немаше проекти. Значи тогаш е прашањето зашто се користеле тие долгови, зашто биле направени тие долгови. Сега, како што реков, навреме се враќаат старите обврски, се внимава колку се земаат средства и со сето тоа долгот на Република Македонија е меѓу најниските во Европа. И тука завршува реалната приказна на економистите. Се друго е во сферата на политиката. Што доаѓа следно за исплата? Ние редовно ги исплаќаме обврските, ако мислите на обврски кон странство, значи има постојано кредити што си доспеваат, некои се земени 90-тите, некои 2000-тите години, мислам се земале во сите изминати години, истекол периодот, рокот за отплата, се враќаат обврските на такви кредити, а истовремено кон банките постојано на секоја аукција им враќаме дел од претходно запишаните средства и на тој начин практично се намалува долгот. Значи, редовно се извршуваат сите обврски на државата и така функционираат сите Министерство за финансии, сите сериозни држави, бидејќи не смееш да си дозволиш да дојдеш во ситуација да не можеш да исплатиш обврска или да доцниш во исплатата на обврска. Тука нема ни еден ден практично не е дозволиво тоа да се направи и ние исклучително педантно тоа го работиме и професионално со еден тим на млади луѓе во Министерството за финансии кои што во тој сектор извонредно добро ги сработија сите еврообврзници и се она што е од аспект на контрола и управување со јавниот долг. Анализирајќи ги сите овие параметри, нека да ни се ближи и крајот на ова дебата на телевизија Нова, може ли да сумираме дали македонската економија со сите овие случувања и политички тензи остана на здрави нозе? Растот кој што го имаме докажува дека економијата е на здрави нозе. Секако очекувам истото да продолжи. Проекциите за ова 2016 година го покажуваат повторно истото. Очекуваме тој да се движи некаде повторно околу 3,5%, иако за претходната година за ова беа проекциите повисоки. Меѓутоа, за жал, оваа ситуација во која што се наоѓаме, додека не ја видиме разрешницата, секако сите оние, да кажеме, проекти кои што би биле навистина потребни да се реализираат и да оди економијата напред, се на холд. За жал, можам да кажам и покрај оние сите позитивни проекти кои што ни се понудени во овој момент, како што е проектот Македонија вработува, го поздравивме на голема врата, влезе и можеме да кажеме дека е навистина прекрасна можност за секој оној кој што досега имал потреба, меѓутоа немал можност да во сопствената компанија вработи нови лица кои што сега може да бидат и од не само млади и иновативни, туку може да бидат и искусни кадри.
За жал гледаме дека и покрај тоа што бројката се движи нанапред, јас сметам дека не е искористен во целост капацитетот кој што компаниите го имаат, баш од таа причина, бидејќи во моментот се во некоја ситуација каде што оваа несигурност не им влева да кажеме импулс да отпочнат со ваков тип, затоа што еве конкретно тој проект има одредена обврска да по отпочнувањето на ангажирање на такво лице во компаниите, истото треба да се задржи определено време по истекот на субвенционирањето и да се задржат и останатите бројот на работни места, кое што е нешто кое што секоја компанија се прашува дали ќе биде во можност или не во во следната година да го реализира. Професоре, кој е главниот предизвик во моментов за нашата економија? Во смисла на остварување или? Да, на Предизвик остварување е и прво реализирање задржување на раст. стабилноста ваква како што имаме на макроекономско ниво, значи да не ни се наруши макроекономската стабилност и да продолжиме со темпото на индустријата кој што таа го запати некаде од јули па наваму, за да можеме да оствариме она планирана стапка од 4% на пораст на бруто домашниот производ во оваа година. Предизвикот би бил и околу користење на можностите што дел од случувањата во светската економија ни одат во прилог, а тоа е пред се намалувањето на цените на енергенсите. Може би ние немаме толкава голема зависност од нафтата во некои производствени погони како што слушам, значи повеќе се склони да трошат електрична енергија отколку нафта, меѓутоа оние кои што трошат нафта и тоа како се наоѓаат во една добра позиција со оглед на цената во која што се цените кои што паѓаат или цените на на самите тие производи кои што би се нуделе на пазарот, нели? За граѓанството да не зборувам. Цените на одредени житарици исто така се намалуваат на светските берзи. Би требало да видиме што ќе се случува во европската економија, во рамките и на светската економија, затоа што ние, како што вообичајувам да речам, сме со папочната врвка врзани за Европската Унија, каде што демнат неизвестности и тука би бил предизвикот да се соочиме со евентуални неповолности кои оттаму би можеле да дојдат. Засега има оптимистички прогнози, американската економија се придвижува напред, за европската се уште има скромни показатели, иако се очекуваат мерките на Европската централна банка со на квантитативно олеснување да почнат да даваат овој ефекти што за нас би било благонаклонно, нели, благопријатно. И најпосле да видиме што ќе се случува со влијанието на кинеската економија, која што бележи некои намалувачки стапки на економски растеж, меѓутоа станува исклучително важен, битен стратегиски играч на светската карта. Го кажувам тоа и за важно за Македонија, затоа што ние сакале или не, сме соочени со она што не обкружува нас. Според тоа да го продолжиме патот само со една смирена атмосфера, да покажеме она што го знаеме. Имаме знаење, имаме умење. Мислам дека имаме и доволна количина на расположливи финансиски средства во земјава, само рационално треба да ги искористиме и на крај ќе ни треба малце поголема храброст. Имаме ли храброст за се ова да го реализираме? Па, храброст од секогаш сме имале и на ниво на стопанство, на бизнисмени и на ниво на раководни позиции од аспект на влечење на потези што може би биле авангардни во одреден период или не биле во други земји забележани и како што знаете сите тие потези се покажа дека донеле добро за македонската економија, како што беше воведувањето на рамниот данок или како што беше регулаторната гилотина и слични. Мислам на такви мерки, крупни мерки и реформи кои што во почетокот наишле на голем дел на прашања, на голем број на прашања, неизвестност, меѓутоа се виде дека се потези во истинска насока. Но она што е позначајно е практично да успееме да го заокружиме овој процес на политички турбуленции со изборите и на тој начин да го ослободиме стопанството од грч, бидејќи за стопанствениците, за да можат да ги искористат сите овие поволности што добрата бизнис клима ги дава и што ниските даноци, доброто работење на царината, на УЈП, на катастарот, на многу државни институции, градежните дозволи, едноставноста на добивање на истите и слично, значи сите тие мерки за да дојдат до израз, им треба политичка стабилност како основа и економска стабилност. Економската стабилност секако ќе ја задржиме, бидејќи така е поставен буџетот и монетарната политика, добро се искоординирани и во тој дел, ако не друго, можат да бидат мирни бизнисмените дека ќе имаат целокупната поддршка од аспект на сето она што е предвидено во буџетот, на време на исплата на обврските од буџетот, на време на враќање на ДДВ и се друго, реализација на капитални проекти. Сето тоа очекувам после април да овозможи да влеземе во еден попозитивен циклус,
во кој што ќе се реализираат тие инвестиции за кои што зборуваше претседателката на ССК, кои што од едни или други причини во одреден период биле одложени. Ќе дојдат нови странски инвестиции, бидејќи има најава за нови компании и сето тоа ќе овозможи Македонија да ја оствари потенцијалната стапка на раст, да се креираат поголем број на работни места и да продолжи тој многу значаен тренд на намалување на невработеноста, бидејќи имаме добри резултати во тој дел, креирани се голем број на работни места, но можеме уште многу повеќе и треба уште многу повеќе да се направи. Почитувани, ви благодарам што вечерва бевте во студиото на телевизија Нова. Вам, почитувани гледачи, ве поканувам да останете со телевизија Нова. Следуваат најновите информации од Македонија и светот со Анита Петровска-Рајковиќ. Гледајте ТВ Нова.